Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Во вечерашново издание имам повторно гостин и навистина една особа посебна. Лично не ја познавам само нејзината активност на социјалните мрежи и настапи и интервјуа што ги има дадено. Ме заинтригира она за што зборува, пишува, како и нејзината животна приказна. Се работи за господја Јована Огненовска-Бакаловска. Добро вечер. Добре дојдовте. Добра вечер, Јанко, и благодарам на поканата. Фасцинантно е она што успеав да го дознам за вас и навистина восхитувачки делуваат некои мигови, но ќе објасниме убаво и од почеток што и како да разберат гледачите. Емисијата ќе биде посветена пред се на здравјето, на менталното, физичкото и како вие како личност се боревте со такви тешки искушенија кои ретко кој ги има, или можеби ќе кажеме денеска се повеќе ги има. Кажете ми за вас, што сте, кои сте, семејно, професионално? Вака, јас се викам Јована Огненовска-Бакаловска. Велам јас се викам, пошто јас сум многу тешок, многу одговорна формација, која ќе кажете јас сум. Значи, јас сум Јована Огненовска-Бакаловска, клинички психолог по вокација. Македонската јавност ме познава како уредник и уметнички уредник и графички дизајнер во издавачката Куќа Нампрес. Своевремено бев уредник на Комплетна. Откако се омажи во 2010 година замина во Англија, таму продолжи мојата кариера како од асистент психолог, па клинички психолог, па окупацијски терапевт. И за жал, точно непосредно пред кога ме номинираа за окупацијски терапевт на годината во Англија, во престижната клиника Mosley Hall Hospital, што е една од најголемите клиники кои третираат пациенти со деменција, се случи диагнозата инфламаторен карцином на дојка. Ме диагностицираа таму. Помеѓу македонското и англиското здравство јас се одлучив мојата доверба да ми ја доверам на македонското здравство, бидејќи една мала компонента недостасуваше во англиското здравство, тоа е лекување со љубов. А во македонското го има? Го има, и така. Вау, сега ме фативте оф гард. Живееме во исполитизирано време и вакви работи ретко се слушаат и навистина мислам дека ќе предизвика малце концентрација кај гледачите. Режи, ако може, звучникот само потивко. Која година ве диагностицира? 2016 во септември. Објаснете ја малце диагнозата инфламаторен карцином на дојка. Тоа е многу редок, 1 до 5% од вкупните диагностицирани карциноми во светот припаѓаат токму на оваа категорија. Многу неистражен, затоа што лекувањето се случува од позади нанапред, значи не одите операција па хемотерапија, па радијација, како што вообичаено во 95% од случаите. Имаме време, Јована, госпоѓо Јована, имаме време, ќе ми објасните. Така, пополек, да. Значи, се работи за многу специфичен вид, редок. Бидејќи не знаеме, јас лично, рак на дојка е рак на дојка. Тоа значи има видови и подвидови. Подвидови има, да, многу категории. Инфламаторниот е многу редок, како што реков, многу брзо се шири, се јавува кај млади личности, бидејќи најчесто е хормон зависен. Значи да не речам во 90 до 95% се храни со хормони, а знаеме дека кај жената во пременопауза, нели, нивото на хормони на естроген и прогестерон во телото е многу голем. И значи токму со хормони се храни овој тип на карцином. Да, се јавува со инфламација, значи немате време да напипате топче, грудче, јазол, како што обично доаѓа. Да, кога и се јавува обично во на 3C стадиум. Што е 3C стадиум? Па 3C е кога веќе ја има зафатено дојката, ги има зафатено аксилите, има зафатено соседни органи. Значи избегал од контрола. Колку години имавте кога веќе? 36. 36. Дали тоа се смета баш тоа е тоа време кога ризична граница, да, од помеѓу 30-та и 45-та година од животот се јавува најчесто овој тип на карцином. Да. Каква личност бевте тогаш? Дали сте различни од она што сте денеска? Зборам
зборам по темперамент, например. Не зборам по Така, сваќање, луѓе се така, менуваат со така. години и тоа е нормална работа. Оние кои викаат Така, дека така. човек е со исти ставови цел живот, тоа нешто не е во ред. Не е во ред, точно. Не, пантареј. Точно. Но ме интересира како темперамент. Какви бевте тогаш, какви сте сега? Па болеста ме смени многу, да бидам искрена. И треба да ве смени, бидејќи не можете да се лекувате во услови во кои сте се разболеле. Значи тоа е правило број 1 кај карциномат. Ако ништо не смениш, ништо нема да се промени. Многу оставате впечаток на екстровертна особа. Бевте ли и тогаш такви? Бев. Какви бевте по карактер? Дали бевте Многу избувливи? позитивна. Позитивна? Да, позитивна, многу од секогаш сум била позитивна, од секогаш сум негувала позитивни афирмации, смирен начин на живот. Меѓутоа, видете, работењето во странство си носи своји, нели си го зима цекот. Стрес? Многу. Многу под стрес, одвоени од семејството, нели, семејството. Јас создадов прекрасно семејство таму со сопругот и со киркичката, меѓутоа сепак нели поддршката од поширокото семејство игра многу голема улога. Чекајте. Малце сега диагнозата ја застанувам. Така. Отидовте во странство. Зошто отидовте во Се странство? омажив, супругот мој живее таму веќе 20 години. Он е англичанец? Не македонец, ама веќе практично Живее и и англичанец е. Да, живее и работи таму веќе 20 години. И самата промена, иако отидовте од љубов, Да, заради да. љубов, во една друга средина, ви беше проблем? Па очигледно ми била проблем. Јас на Ај свесно малце ниво социолошки, од социолошки екзистенцијален аспект. Просечен македонец сонува да е на ваше место. Да, знам. И ние јас видете, јас имав прекрасен живот. Значи ние имаме 2 куќи таму, ние стекнавме многу, значи од финансиски аспект не сме имале никаков проблем. Ниту бил стресен финансискиот аспект за нас. Меѓутоа стресен беше моментот на социјална интеракција. Значи тоа што јас бев навикната тука во медиуми, постојано да бидам експонирана, постојано да пишувам, некако тие работи се сменија таму. Почнав со бркање на кариера, знаете, менување на работни места, стекнување на искуства, најверојатно сите тоа мојот организам многу стресно го доживеал. Се обидувам да сватам што било толку многу стресно, бидејќи многу тешко го перцепирам, бидејќи јас како и секој просечен македонец се занимаваме со екзистенцијални проблеми, сообраќај, здравство, знаете што не мачи. Секако. И сега се чудам, бидејќи јас сум бил во Оксфорд, силом прилика живеев околу неколку месеца таму. Можам само единствено да заклучам дека иако отидов заради лоша работа, дека сакав да останам, затоа што ме потсетуваше на Охрид. Значи, ако има некој град што ме потсетува на Охрид, тоа е Оксфорд. И таква една смиреност, мислам дека тие зидови се натопени од мудрост, од интелект. Студенти живеат, продуховени луѓе, катедрали. Мене ми се допаѓа тоа. И сега, единствено што ја тоа го забележав, сега се обидувам преку мене да ве разберам вас и вашето. Тешко беше социјалниот живот. Ја како млад човек идеш, они се френдли. Многу. Ама кај нас во локал многу потешко ќе направиш контакт одошто со нив, ама пак се осеќаш отуѓено. Зошто? Видете, споменавте за Оксфорд, дефинитивно е најубавиот град на светот. Значи, Јас од секогаш потсвесно сонував да завршам да живеам во земја како Англија. Значи, потсвесно, збориме потсвеста, сега нели ако се вратиме на реинкарнација, можеби сум имала некоја допирна точка со таа земја, бидејќи само што слетав таму, јас се чувствував како да сум дел од таа култура. Меѓутоа настанала некоја двојба на потсвесно ниво кај мене. Значи, градот прекрасен, работата супер. Значи јас одведнаш се вработив, после 6 месеци почнав да работам на психијатриска клиника, што е реткост. Значи психолози кај нас можат само да посакуваат, да добијат искуство да работат во такви престижни клиники како што работев и јас. Каде? Па работев во Хајфилд клиниката, една од најголемите клиники Хајфилд. Хајфилд. Во Оксфорд. Во Оксфорд. Да, една од најпрестижните клиники за третирање адолесценти. Потоа работев во Велхаус, една од најдобрите клиники за дементни пациенти. Џон Радклиф? Џон Радклиф, имав можност, имав можност 6 месеци да бидам таму. Ја кога влегов таму, мислев дека влегов во научно-фантастичен филм.
да. Вомфорд Хоспитал и таа е психијатриска клиника, Литлмор. Значи, можам да се пофалам, моето CV може да се пофали со стварно еминентни психијатриски клиники каде што работи. Дали кога сега, после све што поминавте во вашава животна Голгота, сметате дека тоа беше клучно за тоа што ви се случи, за диагнозата, или бидејќи ја не сум убеден, бидејќи искрено да ви кажам, мојот впечаток, да останевте овде исто ќе може, може. Знаете како, секој пред да се роди сигурно одбира некој пат, нели како ќе го врви животот и какво искуство ќе стекне во животот. Добро. Познавајќи се себе си, колку јас сакам да експериментирам и колку сакам... Ќе ми кажеш така, тогаш ми се руши поимот за слободна личност. Ако Бог не создал како слободни личности, onda патот не ти е предодреден. Да не заборавиме дека сите трагаме по некакви искуства во животот. Значи, да, искуство на љубов, искуство нели на успех, на престиж, на... Ја верувам дека нели и со оглед на тоа дека добив толку редок тип на карцином, а јас себе си се доживувам како ретка личност, може би има некоја приказна тука позади сето тоа. Може би да сум била во Македонија истото ќе сум го поминала, само поинаку. Значи, пристанав да никогаш и уствари не се запрашав зошто јас. Пошто очигледно требало да видам јас. Додека други луѓе, јас себе работам со пациенти, многу често се прашуваат, ама зошто мене ова ме снајде? Што велат стручњаците? Што ви рекоа? Зошто ве снајде? Па видете, соларен плекс, значи местото каде што се градите сместени кај жената е местото на соларен плексус или срцева чакра. Значи обично кога е празна срцевата чакра, по прашање се емоции. Значи или е поставување на нереален вредносен систем на емоциите, тоест барате премногу, давате премногу, барате премногу, па тоа не е толку балансирано и хармонизирано во телото. Очигледно е, пак е поврзано со емоциите. Ракот на дојка е секојаш поврзан со емоциите. Затоа што дури науката вели дека помалку од 5% е генетика, исхраната игра во голема улога, нели, има големо влијание, знаеме, свесни сме, меѓутоа исхраната може би многу повеќе после тоа во третирањето, зашто претходно па свесни сме дека цел свет живее така како што живее, нели, ама немаците рак. Меѓутоа се има свое, кога сте под стрес, кога се храните така како што се храните, знаеме каква е храната таму. Па тоа се пестициди, тоа е, значи јадеш морков што нема вкус на морков, јадеш дома што не, нели, тоа мирисе на полиестер, тоа мислам нема ни од органско. Знаете, може би тоа се придонело за појавување на дијагнозата, е некуп на фактори. Тоа е вашата перцепција. Благодарам што ја споделивте и вашите перцепции се многу, како да кажам, колоритни, богати и сочни, ќе ги слушаме вечерва. Но ме интересира, ќе го повторам прашањето. Што ви рекоа стручњаците? Зошто? Па не ми кажа. Онколозите. Не велат зошто. Значи, не одговараат на тоа прашање. Значи немаат одговор. Не, немаат. Едноставно вака моментот на дијагностицирање беше Прости, shit happens по англиски. Секако, ама тоа е bumper sticker. Таква беше реакцијата на доктор Рей, докторот што ме дијагностицираше, уствари тој е професор на Бирмингем University. Уствари јас да споменам дека јас сум дел од тамошното здравство како психолог, се уште, нели, пензионирана сум сега. Меѓутоа сум се уште дел од тоа здравство. Ве пензионираа заради болеста? Заради болеста, да, заради дијагноза. Колку фер од нивна страна. Па и треба да биде, јас искрено се надевам дека и нашето здравство ќе најде разбирање дека ние сме против наша волја исклучени од нормалниот општествен живот. Кога јас би се прашала, јас би се вратила на работа, сега би работела со нормален тек. Мислам дека треба да има државата разбирање за ваквите пациенти и да ги поддржи. Бидејќи, знаете, во Англија прво ви даваат времена пензија, таа трае од 3 до 5 години. Сега и со тоа ви оставаат можност да се вратите на работа доколку сакате, доколку се чувствувате нели способни да работите после тоа, меѓутоа не е нужно, значи после тоа вие можете да аплицирате за трајна пензија. Кај мене беше доделена времена пензија која ќе трае до 2020 година. После тоа нели пак ќе поминам на серија на прегледи, на испитување, доколку јас сакам одлучам да продолжам да работам, можам, меѓутоа можам и да останам пензионирана. Добивам уште поубав впечаток за системот. Многу е добар системот е многу коректен. Значи е бесплатен,
тоа морам да го кажам, се е бесплатно. Се што е на државна, нели на рецепта, на поддржавна капа, се е тоа бесплатно, се е тоа беспрекорно, меѓутоа реков, единственото нешто што недостасува е емпатијата, што ја имаме ние како народ, македонците. Кога ме диагностицираше доктор И, рече вака, значи нели ми ја кажа, Ги читаш реакциите, ама ја намерно ти ги давам и како психолог да ме читаш. Ја не се обидувам да ги сокријам моите реакции, а тој ќе предизвикаат прашања. Така. Знаеш и сам. Да. Значи нели во 30 секунди ми ја соопштија диагнозата, имав само едно единствено прашање, реков какви се шансите да преживеам, нели, која е статистиката, пошто сум јас медицинско лице, сум работела во истражувачки проекти, прво ме интересираше тоа. Што е тоа во 30 секунди? Во 30 секунди ми ја кажаа диагнозата, инфламаторен карцином. Реков, не ти се допадна начинот? Начинот, да. Викам, добро, каква е статистиката? И они ми викаат, со сите можни терапии, што ги има во моментов на лагер во англиското здравство, вашите можности да преживеете 50% од 2 до 5 години. Мајка ми почина од канцер на белите дробови и нема да заборавам за третманот кој го имаше овдека. Ако некогаш ја злоупотребив мојата положба како новинар со влијание, тогаш ја злоупотребив за да молам за незе многу понижувачки што беше за незе. Умре во најголеми маки и дадоа хемотерапија и толку и се влочи после хемотерапијата, кога им побарав помош, бидејќи жената беше во очајна состојба, ми рекоа не можеме ништо више да направиме, чувајте си ја дома. Јована, тешко ми е, господјо Јована, да вашите перцепции на љубов, емпатија во нашето здравство ќе мора да ме убедите многу за нашето здравство, затоа што ја имам белек на мојот стомак, кој ако некој ме види на плажа или фотографија од овде до овде, ми ја извадија слезината. Ама расечен сум од нашето здравство како свиња на колење. Не можам, може живот ми спасиле, ама унаказен сум. Целата чакра, целата средина мене ми е изместена за добри 7-8 сантима. Ја тешко ми е од лично искуство, а и од искуство на нашите гледачи. Ја љубовта ја сваќам само од една страна, од Бог. Бог дал ќе ми се јави преку човек, дал ќе биде француз, македонец или англичен. Многу ми е тешко. Како најдовте вие утеха и подкрепа во македонското здравство? Ќе објаснам. И однапред ви се извинувам ако не ви станам следбеник на тоа. Нема проблем. Значи јас кога дојдов тука, нели ви кажав, ме диагностицираа, таму ми рекоа дека се шансите од 2 до 5 години најмногу да преживеам помалку од 50%. Значи јас имав 50% можност да преживеам едва и 5 години. И сега верувајте, кога некој ќе ве диагностицира со таква прогноза, дали вие ќе му верувате на тој принцип на лекување? Не знам на што ќе верувам, ама ќе се извадам од памет. Точно. Знам дека стравот ќе ме обземе и ќе ме парализира додека да почнам да се свестам. Значи, тоа беше првичното диагностицирање. Мене ми дадоа 3 дена да се соземам. Така нешто беше четврток или среда, па во понеделникот требаше да појдам да ми импортираат порт за хемотерапија и лекувањето веднаш да почне. Кажете ми тие 3 дена од соопштувањето до тоа. Лесно ќе го разберем. Кажете ми, што правевте, како спиевте, со кого разговаравте, дали плачеше, дали трчаше, дали удираше глава од зид, што правеше? Се ќе кажам. Значи, вака прво се појави инфламацијата на 5 септември 2016 година. Значи, јас бев прва смена на работа на клиника. Во 6,5 часот утрото кога се спремав за на работа, немав ништо. Значи, градите ми беа многу нормални. Наутро се туширам како и секој нормален човек пред да одам на работа. Значи, ако имало нешто видливо, ќе сум забележала. Отидов на работа, имав пациенти, прегледував, во 9,5 часот требаше да се пресобличам во униформа. Значи, од 6:30 до 9:30 настанала инфламацијата.
Дали може да замислите? Не. Значи за неполни 3 часа. Чекај. Извини, ова не е утринска програма, јас сум инволвиран во овој разговор и затоа имаме долго време. Така. Са бајлето вие сте окей, Да, инфламацијата започнува во меѓувреме. така е. Како може вие ова да го знаете? Како може? Затоа што во Од кај го 9 знаевте вие? затоа што во 9:30 кога влегов во тоалет да се пресобличам, јас веќе имав града што беше 2,5-3 пати поголема од десната града, од левата града. А значи кога ќе почне инфламацијата, таа Веднаш видлива е. за 3 часа, значи градата моја беше, ви кажувам, 3 пати поголема од нормалната града. И жешка, значи некаде 40-45 степени имаше на допир температура. Ова е страшно. Ова е страшно, точно за тоа ви велам, Јанко. Јас немав никакво чворче, немав никакво јазолче, нешто да ме предупреди. Се напнав, чекай, ма се Да, си. да. Единствено што имав една недела пред да се појави инфламацијата, болка во десната рака, во аксилите. Ете така. Потните жлезни Ете збориме? така. Да, лимфните јазли. Ете така. Тие се најчувствителни овдека под мишките и така Па натаму. по нив дојката се шири по нив, нели метастазира преку лимфните јазли. Аха, добро. Сега, јас таа болка ја припишував на, нели, или тегова на работа, има мало детенце, во тоа време спиеше кирка ми со мене, Колку на беше рака, 3 години, неполни. Ја доевте? Ја доев, да. Предходно ја доев. Предходно ја доевте. Да. Кога ја прекинавте со доење? Сега ти кажам интересна оваква случка. Значи јас мојата кирка ја доев 6,5 месеци. После тоа од 6,5 месец, од 6-тиот месец до 9-тиот месец бевме и со дохрана и со доење. Значи немав доволно млеко. Во првите 3 месеци, како точно, да. Во првите 3 месеци ми се појави инфламација на десната дојка. Значи во доењето. Пазете, збориме за 3 години пред да се манифестира карциномот. Кај мене се појави инфламација, меѓутоа отидов на лекар таму, ми река, ама знаете, обичен маститис, можеби не сте така. Не се измолзувате доволно, па ајде со пумпица, па сето тоа го решававме, па зилка, листови, нели, по телефон со мајка, со кого ќе стигнев тука да ме Антибиотик? посоветуваат. Има все, и антибиотик. Значи, се симна инфламацијата за недела дена. Меѓутоа, проблемот беше таму, што таму не ви водат, не знам како да кажам, нормална контрола на градите. Значи, како што тука се советува на секоја доилка, на секој 6 месеци да оди на ехо. Таму не, таму се породувате, детето е во ред и толку е. Значи, вие сте завршиле со контролите нормални и редовни. Значи, дојката не ја контролира никој. Пап тестови прават гинеколошки. И кога ќе отидеш на лекар, он не ти ја следи севкупната историја што си правела и така натаму. Бидејќи кај нас уште во комунизмот имаше традиција на семеен лекар. Да. Моите родители го има до нивното или до неговото починување, не знам кој прв почина. Така. Значи точно не знаеше све и он не упатуваше, доаѓаше дома со торбичката. Така. Ги памтеше сите мои гнојни ангини, вадење крајници, вадење слези на ово, она, ваму, таму. Сестра ми тоа, татко ми тоа, ово, она. И он знаеше шо од прилика како ни се случи. Бидејќи неверојатно еден таков обичен домашен општи лекар може да има фантастична слика за севкупното здравје на целото семејство. Мислам дека сега го враќаат тоа назад и тоа многу помага во превенција на време. Да, и во мисдиагностицирање. Многу би помогнало кога, мислам, тоа го има да речеме во менталното здравје во Англија. Во психијатриските клиники, ама генералното здравје уште ја нема таа шема, тој систем на споделба на информации, го нема уште разработено. Меѓутоа во менталното здравје, на пример, вие влегувате во систем како пациент со кревко и нарушено ментално здравје и во вашето досие има генеза, семејна генеза на болести кои се провлекувале во семејството, на тешкоти, во какви услови вие живеете како човек. И автоматски јас како психолог или како окупацијски терапевт подоцна имам слика за тоа во какви услови вие виреете и многу лесно се избегнува мисдиагностицирање или пропуштена диагноза. Меѓутоа во генералното здравје, а и поготово ние нели како гурбечи таму, нели они немале кога да изградат профил за нас како пациенти. Така што
Нели јас здраво, они врз основа на прашалникот кој го потполнувате таму кога ве регистрираат, сте имали ли проблеми во семејството? Не, до душа во моето семејство нема карцином. Кажи ми како ги преживеа тие денови? Ќе кажам сега. Значи на 5 септември се појави инфламацијата. Ме прегледа со оглед на тоа на мојата возраст, нели 36 години. За тебе лично кажи ми дома кога отиде. Тебе што ти се дешаваше? Морам да го кажам овие недела дена. Значи се појави инфламацијата. Јас од 5 септември, од моментот кога се појави инфламацијата до 19 додека ја примив диагнозата, бев една недела на боледување, после се вратив на работа најнормално. Они ме пунктира, земаа биопсија од градата, направија биопсија од аксилите, нели по пазувите. И требаше да чекам недела дена, во тоа време ме ставија на антибиотска терапија. Меѓутоа јас длабоко во себе знаев дека нешто не е во ред. Тоа е чудна состојба, Јанко, како телото да те подготвува за веста што треба да ја слушнеш. Јас длабоко во себе се слушавме со моите тука, знаат дека инфламација, па ме тешеа циста, нешто. Ја те прашувам деновите откако ти ја соопштија веста. Страшно беше. Страшно. Значи во првите 60 секунди ти поминува целиот живот пред очи. Значи се и тоа најинтересно е, не ти поминува тоа што си го преживеал, тоа што не си успеал да го преживееш. Значи јас во првите 60 секунди по диагностицирањето ја замислував свадбата на ќерка ми. Работи што можеби нема да ги поминам и да ги преживеам. Се смрзнав, значи ти се заледува се, здивот, не можеш да размислуваш. Едноставно, единственото нешто што сакав е да излезам од таа просторија. Они ми зборуваа, нели, хемотерапија, па ваков ќе биде третменот. Јас само знам, ја дигнав левата рака и им реков, ама ве молам, јас во моментов не сум подготвена да примам толку многу информации. Значи, сакам да си одам. Паметам, извикавме со супругот надвор, се гушнавме, мислам, липање, плачење, нели нормално е, нели кога те диагностицираат со такво нешто, нашата, мислам, општа атмосфера е ракот се изедначува со смртна присуда. Така, пошто сите медиуми зборуваат за црна статистика. Никој јавно не зборува за преживеани. И со тоа и јас со таа атмосфера бев понесена дека ракот е смртна присуда и дека нели ова е крај на моето патување 2 до 5 години, ќе правиме што ќе правиме и тоа е тоа. Значи, првите 24 часа прво нешто што ни текна да најдеме и да направиме беше масло од канабис таму. Се снајдовме. Комшиите среќа до нас. Уживатели беа на упојни други, па ете, нели во Англија обично важи тоа дека не се луѓето нели многу пријателски настроени. Меѓутоа, кога им тропнавме на врата и кога ги замоливме да ни помогнат, луѓето со драга волја ни помогнаа. Значи, ни најдоа, направивме масло. Тоа беше во првите 24 часа. Следниот ден, паметам, му соопштивме на моето семејство тука. Пошто јас имам мајка, татко, брат тука. Како реагира? Како може да реагираат? Брат ми во рокот 3 до 4 часа веќе ги сконтактирал најдобрите лекари тука, и хирурзи, и онколог, сегашниот директор на онколошкиот центар, доктор Нина Васев. И тој му рекол, ете, тоа е тоа љубовта што ја споменав на почетокот, тој му рекол на брат ми, пошто јас го сликав нели ливчето што ми го дадоа таму со диагностицирањето, пошто секој карцином има нели име и презиме. Стадиум, па дали е отпорен, дали се храни со хормони, не се храни со хормони, трипл позитив, негатив, или тие се многу битни во поставување на протоколот за лекување, во избор на цитостатската терапија. Јас имав среќа, нели покрај тоа што инфламаторен карцином да се храни со естроген и прогестерон, што значи дека има терапија кај нас, во нашето здравство. Доктор Нино Васев му рекол на брат ми, не се секире, сестра ти нема добра рак. Замислете која... Колку дена откако ја доби диагнозата го слушна ова? Следниот ден. Следниот ден? Да. Каква ти беше ноќта? Не спиевме ноќта со супругот. И тоа најинтересно е што детето го ставивме во последна... Сите тројца бевме во посебни соби. Како да не можевме да седиме во една соба. Јас не спиев цела ноќ, не спиел не тој. Тој пребарувал на интернет, барал алтернативи, контактирал лекари во Германија, во каде не. А ти? Јас се молев на Бога. И реков, Господе, ти припуштам се тебе. Ти го имаш последниот збор.
Пошто длабоко во себе и како верник, и како психолог, и како метафизичар, знам дека има сила посилна од нас, креатор што не создал нас, некој што се грижи за нас, и верував дека Бог е милозлив со мене и дека нема да дозволи да патам, без разлика каков и да е мојот пат. Ако си верник, зошто се плашиш? Од што ти беше стравот? Стравот дека ќе искупам битката. Ако сме верници, ако ова продолжува, битката не... Добро, сега од овој аспект, да. Меѓутоа, во првите неколку денови, Јанко, не можеш. Знам, тоа те прошо. Да, во првите неколку денови ти Умот не можеш да го ти ставиш. му веруваш, ама мајндсет е тоа треба да се наштимаш, треба да се, да. Значи тоа е, затоа велам јас, ликувањето карцином е многу комплексен процес. Значи само терапијата, операцијата и радиацијата не го решаваат проблемот. Да. Значи тие ги лекуваат симптомите. Значи пред да се појави карциномот, значи карциномот по дефиниција е нели преобразување на клетката, нарушување на морфолошката функција на клетката, дегенерација на клетката. Меѓутоа најновите истражувања па велат дека пред да се мутација на клетката. Меѓутоа најновите истражувања велат пред да се случи мутација на клетка, значи ракот се јавил на психичка основа како болест. Значи убедена си дека првин тоа што ти се случува не е надворешен процес. Не е директен, не знам, некаков зрак на некакво зрачење, хемиско загадување, удар или нешто што е од надвор или си го конзумирала и така натаму, дека тој процес започнал во оној момент кога некаков кој што си има во тебе, на кој си немала ни контрола. Да. Видете, да, исхраната, зрачењето, лекови, изложеност на токсични материи, сето тоа придонесува. Меѓутоа не е клучен, доколку вие негувате правилна атмосфера внатре во телото, ќе настане брза елиминација на тие токсини. Нели, како луѓе онколози живеат здрав живот до 90 години, а во контакт се и со хемотерапија, и со болни, и со се, и така натаму. Ама нивниот, не мајндсет, нивниот подсвест изгледа толку е, како успева. Еве, ја, например, разговарам со вас и, за жал, све ова што го зборите го визуализирам. И мене ме вознемирува, затоа што на некој начин ја не се гордеам со таа емпатија, бидејќи ја немам никаква корист од таа емпатија. Нели, ги преживувам со вас тие мигови или гледачи кои ќе ми се јави некоја мајка, нешто ти се десило, ми раскажува и така натаму, и сето тоа као визуализација. Се обидуваат таму некои си мантра, йоги, ово, она, ваму, таму да ме вклучат, ништо освен молитвата, Исусовата не ми помогна. Проблемот е што јас сум сериозно убеден дека све што мене здравствено ми се случувало не е стресот толку колку е помислата на сето тоа. Но како не зашто ти ги поставам овие прашања. Луѓе кога се сретнуваат со смрт, со болест туѓа и така натаму, често пати знаат и да заболат. Мене, како да ви кажам, не ми веруваат луѓе. Двата пороѓаи на мојата сопруга, ја не се гордеам со тоа. Двата пороѓаја на мојата сопруга, јас лежев дома на пот, облеан во болка и пот. Да. Верувам. Ама ја не гледам никаква корист на таа емпатија и ја разбирам, вика, зошто вика да те жала? Не е, вика, емоција, дури не си ме ни држал за рака. Не си ме ни са. Што? Празна емоција на некакво си, ама не можев да го контролирам. Физичка болка. Мислиш дека не можеш да го контролираш? Значи, јас се обидував на крај два бруфена, едва и на нозе стојав. Како издрогиран. Значи, морав да посегнам кон хемија. И сега, ако велам ја, јас сум сензитивен, како таков, за жал. И не би сакал шмиргла да имам, за да малце полесно. Како успеваат подсвеста е да ја контролира. Јас знам свети луѓе, свеста и подсвеста им стануваат едно, но ние како ова мајндсет да се вратиш. Она што ми се допаѓа на запад, а го нема овде,
тие се групни терапии. Терапии. Да, онкологот ќе ти плесне у 30 секунди, да, ќе умреш, тоа е наша проценка. Ама идеш после една групна терапија, Така. ако ќе ги сретнеш уште 10 души како Тоа тебе, го правиме ние сега. Значи јас имам Ама сега. Сега, да. Ама добро, од некаде морало да се почне. Така е. А конкретно за емпатијата, еве сега ќе го поддржам твојот став. Значи, по прашање на генетика, значи од рак на дојка е помалку од 5% генетски се пренесува, тие брака, гени, нели, чуда. Меѓутоа, поголема е шансата, ако едната сестра има карцином и другата да заболи поради емпатија, отколку од мајка на ќерка да се пренесе. Значи, сочувството е многу, ако не е правилно насочено, е многу погубно по здравјето. Јас мислам дека тука го однесов најголемиот цек. Работејќи во психијатриска клиника со адолесценти, со деца, јас не бев подготвена на такво нешто. Бидејќи ние овдека поприлично сме здраво општество во Македонија на ментално ниво. Вие верувате дека во Англија деца се хоспитализираат од 8 години во психијатриски клиники? Дека јас работев со деца, сме ги инјектирале со антипсихотици 8-9 годишни деца? Па тоа за една мајка која туку што родила е страшно. Ако не си навикнат, нели тој мајндсет, ако го немаш правилно регулирано и ако не си ги оставиш емоциите пред врата. Тогаш, нели, погубно е по твоето здравје делува. Јас мислам дека тука најмногу го укаркав ставот. Буквално со сочувството и со емпатијата према тие пациенти. Имаш дете И преку стресов не си... Да. Преполна си со хормони, да. Затоа што тоа е неверојатна работа. Сопругата кога се пораѓаше во Систина на почетокот, младите девојчиња, сестрите, се шегува или кажува, например, ќе дојде понова и ја зафркаваат, вика, од толку што, вика, уште не сме огуглани од сево ова што го имаме, вика, почнуваат девојчиња што работат како медицински сестри или персонал на 19, 20, 21 година, вика, почнуваат лактација. Лактација, да. И тоа се случило? Да. Гледате телото колку совршена лабораторија? Ќе се вратиме на ова. Кажете ми, оваа тема не е антипсихотици за деца. Што се случува? Зошто? Чуда се. Јас работев во клиника за анорексија, булимија, пореметување на личност. Имавме 2 аутистични деца. Зошто? Затоа што се само повредуваа. Затоа што нивната психичка болка беше толку голема внатрешно, што они мораа физички да се повредат за да најдат филтер на таа болка. Значи нема тој систем на регулација внатре недостасува, нема емоции, бланк. И тоа беа деца обично од богати семејства, деца во бординг скул, што биле. И што е твојот заклучок? Зошто им се случува? Од недоволно љубов и внимание од семејствата. Затоа што сите итаат, затоа што такво е општеството потрошувачко, зашто сите итаат кон печалба, кон материјални добра, значи спиритуалните и духовните вредности се заменуваат со материјални вредности, тоа е многу страшно. Особено како мене, ако си бил човек што бил емотивен, што многу ги негувал духовните вредности, ти наеднаш си преселен на тло каде што не се негуваат духовни вредности. Неколку психијатри и психолози биле во емисијава. Така. Во програма повеќе сме говориле за напади на паника, кои се јавуваат како епидемија. Значи, он ми вели дека доктор Ортаков од Систина, значи, вака ми рече во емисија, дека лекарот кој прима вирози, значи, кој во најголемиот тек на вирози, нема примено повеќе пациенти од мене напади на паника. Вистинска епидемија. Значи, ирационален страв. Во нашето општество, кое е крајно конзервативно и нетолерантно, таквите луѓе веднаш ги жигосува, го сметаат за ненормален и така натаму. На Запад, малце поинаку ги третира. Среќа ново здравство како Систина, Жан Митрев, Ремедика и малце поинаку Неуромедика, имаат малце посовремен. Мислам дека се менува таа перцепција. Но се жигосува менталното здравје тука кај нас. И неправедно се однесуваме према таквите пациенти. Затоа што тие
иако има некаков личен ментален проблем, Така. он не го побива со алкохол, како што Така. 90% тоа го прават. Да. И затоа и го прават, ја ги разбирам. Така. И он вика, не бе, јас сум нормален. Да. И он е нормален. Нормален. Ама ја идам на работа и тој има на работа. Точно. И тој иде на работа. Точно. Само што не ги запретува. Точно. Зошто антипсихотици им се даваат на деца? Значи, само заради самоповредување. Па и повредување на семејството, тие деца не се сигурни. А ако не е агресивен, ако нема, зборам Така. за примери овдека, за Да, жал, низ да, мојава да. емисија се запознав и слушнав работи, Така. коса ми се грева на глава. Така. Напади на паника, на ирационален страв кај деца, Така. со тахикардии, со контрола. Да не збориме за постари луѓе, па тоа е Така. добро утро станато. Да, да. Антипсихотици кај млади луѓе Да. кои живееле, значи од луѓе од црква, во Да. црковени, продуховени, кои знаат и што е молитва и Бог, да. во многу детни семејства, Да. каде што многу повеќе има хармонија и така натаму и така натаму. И на крај доаѓаш, ми кажува еден, ми вика, абе што ти е проблем? Вика, пред да дојде детето, вика, Така. да го дадам на тинејџер на антипсихотици, пред да му дадат, вика, што ти е? Не знам. Да. Па Не што имаш знаат. проблем? Страф ми е, од што? Страф. Од животот. Да. И Да. некои, например, испревртени илузии кон реалноста. Да. Кому треба да насочи сексуална, емоционална Да. И така натаму. За среќа, неверојатно е тука ќе се сложам со вас, Така. дека вие како професионалци, лекари, многу брзо се адаптирате. Да. И брзо се реагира и има многу позитивни резултати. Да. И такви луѓе, ја денеска барем познавам, Така. едно 10 души, извини, малце Не, подобро не, не, зборувам, нема ама проблем. имаме простор. Имаме време, Затоа, така, така, барем 10 души од јавниот свет, така. кои се на антипсихотици во некои минимални Така. дози и си функционира. Па да. Си работи, си објавува, си и така Да. натаму и Да. така натаму. Сега некој ќе му го чепне, ој е ненормален, ама не е баш така. Така. Што не перцепирам и од каде произлегува се во... Бидејќи Така. не можам да се сложам немало љубов. Имало љубов. Значи не е само тоа е тоа. Таа несигурност, тој свет, овој начин и покрај се, Така. нема кавер едноставно, нема Нема, гаранција. нема. Знаете што, Јанко, од две основни се во свет, две основни емоции постојат во вредносниот систем. Или е љубов или е страв. Значи сите останати емоции потекнуваат од тука. Значи стрес, анксиозност, нервози, депресивни епизоди, тоа све потикнува од страв. Се што е емпатија, радост, среќа, тоа се потикнува од љубов. Значи, се што не е љубов е страв. Е сега, онаа љубов како што ние ја знаеме, 99% од луѓето, ние обично љубовта ја атачираме за романтика, за сексуалност, за мајчинство. Секогаш љубовта ја адресираме на објект надвор од нас, што е многу погрешно. Значи, ти не можеш да сакаш некој надвор од тебе ако не се сакаш себе си внатре. Значи, љубовта прво треба да почне внатре. Да се засакаш себе си како објект. Ти нека си најголемиот криминалец на светот. Ти прифати се себе си и засакај се како таков. Зашто ти не можеш да го сакаш светот ако ти се презираш себе Како си. да не се извитопериш, да отиде на его, на ароганција, па социјалната интеракција. Пази, ова од една до друга крајност е. Ја во Да. религијата најдов една многу убава дефиниција. А тоа, дека, бидејќи сме потекнати од Бог, Бог Така. не дефинира. Ако јас се предадам, идентификувам со Бог и сета моја љубов ја насочам кон Него, Да. исто како да сум ја насочил кон себе. Точно. Бидејќи човек нема 5 енергии или 15, Така. една има енергија. Така. И таа е љубовта. Така. Од неја универзум се остави. Точно. И таа е најсилна енергија во светот и затоа лекува најмногу таа енергија. Слободата, што ќе правиме со таа енергија? Е наш личен избор. Зошто го губиме личниот избор? Каде ја губиме? Тоа е искушение кое го прави Точно. негативната страна, црната материја, Така. ѓаволот, Така. демонот, како сакаш Така. наречи го. Како да ја задржиш контролата, да ја Еве. насочуваш? Вака, значи Освен молитвата Така. и не знам тие тренинзи, Така. како, некои не се сите способни. прво за ние сме духовни битија инкарнирани, родени во физички тела. Значи пред се многу голема грешка прави психологијата што ги исклучи овие компоненти.
Значи не е само психа. Значи имаш тело, имаш дух, имаш душа. Значи овие три компоненти мора да се земат предвид, дури кога настапува лекувањето. Значи сите овие три компоненти имаат различни... Дух и душа е исто? Не е исто. Исто е. Дух е енергијата во телото. Добро, да не Синот, влегувам Светиот тиот дух, Добро, тројството. ајде, нека биде. Тоа е. Сега од друга страна да се вратиме како настануваат болестите. Значи болестите настануваат кога настанува одлив на енергија од телото, а телото енергија прима преку храна 33%. 33% прима преку светлина, дневна светлина преку сонцето и 33% примаме енергија преку мислите. Останатите има уште 33% што се надвор од овие 100%, тоа е Божјата енергија. Ама не ја ставам секогаш во исти кош, пошто има луѓе што не веруваат во таа енергија, еве ја тргаме на страна таа енергија. Сега, зошто велат некој пушел цел живот, не добил рак на бели дробови? Тој тие 33% Те молам, одлив, бабата на сопругата моја со диабет, Да. со цигара уста на 90 и кусор години, полуслепа. дали беше слепа. позитивна? Позитивна, многу. Душа човек. Епа, значи не е битно тоа што го јадеш, од една жена слушнав многу мудра изрека, вели не е битно тоа што го јадеш, тоа што те јаде однатра. Па во православието ние велиме, во христијанството е века, ништо од надвор не може човека да го загади. Ако му дозволиш ке те загади, ако Да. му се отвориш. Сега Бене Гесерит, нели? Епа, тоа е. Со внатрешното око. Тоа е. Сега, Свети значи ако ние Добро. 33% дедото што пушел цел живот качак и не добил рак на бели дробови, ама дедото имал позитивни мисли и дедото одел работел на нива. 66%. Ете така, значи Преовладел. а ние знаеме дека над 51% ако го имаме капацитетот на енергија во телото, ние функционираме. Сега може нема да бидеш безпрекорно здрав, ама ќе бидеш жив. Значи тој дедо пушел качак, ама тој работел денеска 8 сати физичка активност на нива, така, јадел органска храна и дедото си легнал со чаша вино вечерта или со рекиичка, позитивен со бабичката си легнале и си биле во љубов. Децата се наоколу на куп, заедница, така? Да. Нема за што да се грижиш. А ние во денешно време јадеш хамбургер, пиеш кафе, пушиш цигари, не се движиш, пошто сме све во автомобили цело време, затворен си цел ден внатре, значи немаш никаков контакт со дневна светлина, со енергија, со природа и имаш токсични мисли. Како сакаш ти да не добиеш рак? Браво. Ама немаш надополнување. Акумулаторот на автомобилот ти мораш да го полниш со струја. Јована, застани тука. Ќе направиме кратка пауза, а потоа пак ќе почнеме од ново. од Може. овие 33%. Може. Но предходно Така. ќе ми кажеш, ние воопшто не говоревме во каква состојба си ти, дали си излекувана, дали се Излекувана. лечиш, дали така натаму. Така. Не знам да оставиме во вториот дел. Во вториот дел Напред. од емисијата може. Режија ќе ве замолам за една кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во студио и продолжуваме разговорот со господја Јована. Од недоприните хималајски височини, од малото кралство на крајот на светот, од хузите, најдолговечните луѓе на планетава, кои не знаат што инфаркт, мозочен удар или рак, пристигнува нивниот еликсир и нивната најголема тајна, за масло од сенки од кајсија, рачно направено според древна рецептура. Бидете помудри од болестите, побарете го во најблиските аптеки или продавниците за здрава храна. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски.
Замислете свет без болести, замислете живот без рак, без инфаркти, без мозочни удари, замислете живот и после 100-тата. Кај кунзите тоа е можно. Нивната тајна е нивното масло од семка од кајсија. Достапно и во Македонија. Разговорот со господја Јована не ни престана ни на и искрено да ви кажам, ви се извинувам, почитувани гледачи, затоа што интересни работи споделуваме, затоа што некако колку повеќе ја запознавам ми е поблиска, може би на крај ако имам време да ги кажам, но она е важна тука да ги кажа. Кажете ми, како сте вие со здравјето? До каде сте сега и кој пат го изминавте откако ви беше диагностицирано? Значи, нели ме диагностицираа во септември, дојдовме во Македонија, почнав со цитостатска терапија во Македонија, паралелно со онколошката терапија, имам и терапија, сум на Гирсон терапија со здрава храна. Значи тоа одеше паралелно и многу ми ги олесни симптомите од хемотерапијата и од зрачењата. Сите токсини навреме ги исфрлав од телото и воспоставив одлична хармонија во телото, што е многу битна за да се лекуваш. Хемотерапијата и онколошкиот третмани генерално се конзумирање на силни отрови, во кои се надеваш дека ќе настрада карциномот, а здравото да се спаси колку што може. Многу ризична терапија. Многу ризична терапија и меѓутоа е терапија што убаво рековте. Значи целта на онколошката, на цитостатската терапија е да ја запре дилбата на канцерогените клетки во телото. И тоа го прави со силно закиселување на организмот, менува состојба на крв и така натаму, бидејќи губиш коса, губиш страшни се и тој период. Ама имаш ли волја да се бориш кога? Како не? Да. Јас одев на терапија со визуализирање, го споменавте визуализирањето претходно. Значи јас одев со подготвени ливчиња со позитивни афирмации, ги лепев на терапијата, на ливчињата пишуваше: ти благодарам што му помагаш на моето тело да се лекува. Јас си давав команда на хемотерапијата да ме лекува, пошто знаеме дека течност има меморија, нели водата. Се што вербализирате додека пиете одредена течност, го внесувате преку течноста внатре во организмот. Големата тајна на водата, документарецот кој прв пат беше пуштен во Јади Бурек, а објавен во Премин на ДВД. И се уште го имам. Чисто за информација на гледачите да се знаат. Големата тајна на водата, и тоа е фасцинантна работа, ја апсолутно ви верувам. Верувате дека на таа течност и на една сложена хемиска формула како хемотерапија можете да делувате? Да, може да делуваш. Затоа што ако ја благословиш, се е вибрација, како рекол Никола Тесла, доколку го гледаме, го сватиме светот од аспект на вибрација и на фреквенција, многу полесно ќе ни биде да комуницираме. А квантната механика само го докажува со секое свое ново откритие. Така. Колку траеше хемотерапијата, ваша терапија? Јас почнав во октомври, значи само што дојдовме, после 3 дена по диагностицирањето, јас целиот живот, цели 7 години живење таму ги спакував во еден куфер и дојдовме со семејството. Сопругот во меѓувреме патуваше Англија, Македонија, бидејќи не можеме туку така, нели, да се откорнеме од тоа тло, сепак имаме куќи таму, имаме работа таму. Јас и киркичката останавме тука. Значи јас почнав со хемотерапија, па после тоа нешто као се премислив, нели, прекинав со хемотерапија, па отидов во Унгарија да се нешто во тој момент чувствував дека нешто ми недостасува, дека само хемотерапијата нема да биде доволна да ме излекува. Знаев дека морам да најдам место и начин јас психички да се подготвам за лекувањето, бидејќи никој не го направи тоа, никој не ме подготви психички, освен многу голема благодарност, ја користам оваа прилика јавно, 1000 пати до сега сум се заблагодарила и уште толку ќе го сторам тоа на господин Нино Васев, мојот онколог. Значи јас кога дојдов тука во Македонија на првата средба, тој мене ми рече: ти нема да умреш од рак. Значи многу човечки. И ова им дава, знаеш, убаво е да се слушне дека во македонското здравство има таков лекар. Дека класичното. Гледате, ме фасцинирате од многу аспекти. Значи,
сте земале алтернатива. Да. Сте иделе масло од канабис, Се. здрава храна и така Да, натаму, да. додатоци, Да. можам да замислам. Да. Ама она што ви го кажаа лекарите, Го она што испочитував. го испочитувавте. Максимално, да. Затоа што јас му верував. Затоа што има едно движење сега, Така. например, хемотерапија не и така не. Така. Дури ја, например, како да ти кажам, на колку години ја примих хемотерапија? 36. 36. Да. Значи, мислам дека друг организам, други клетки се на 36, друго е на 66. И Па да. мислам дека на да, 66 да. хемотерапијата повеќе ќе ме не знам, тоа е стравата. И знаеш што Илко е? Но како ти делуваше? Дали ти излечи? Дали ти помогна хемотерапијата? Сега, Тоа ме интересува. Значи јас примев 8 циклуси на хемотерапија, паралелно додека примав хемотерапија од Гирсон институтот, значи кога јас отидов во Гирсон институтот со надеж дека ќе ме речат нема потреба да примаш хемотерапија и дека нели исхраната и сето тоа што ние ви го нудиме како Тоа го сакаше, тоа го посекуваш? Да, посакував тоа да го слушнам, дека нема да имам потреба од хемотерапија, пошто јас веќе со првата хемотерапија ми падна косата, во октомври веќе, нели сите тие секундарни карактеристики што ги носи со себе хемотерапијата. Знаете, вие не се чувствувате болен се до моментот дека не падне косата? Тогаш се чувствуваш дека си болен од карцином? Кога ќе се погледнеш во огледало? Добро, немаше она повраќање, лошење. Па за среќа нашата медицина стварно има добри препарати, таблети и ви ставаат во хемотерапијата посебни инекција и од тие состојки немате гадење. Сега има, да речеме, зависи, видете, зависи од организам до организам, има разлика, И тоа има Јанко. разлика. Ама тука е нели па и лекарот да те процени Точно. која доза, бидејќи Да. не е иста за секого се. Не, така? одека тоа видете ве мерат, значи според телесна тежина се препишува. Јас искрено, значи немам ќар никого да бранам, пошто Не, јас ова ве лично молам, го ве поминував. молам, Ете ве молам. така. Значи сакам стварно да им се заблагодарам на институтот Ма за да им онкологија. дадеме надеж на луѓе како во мене ми треба. Значи, Многу е лесно да ги критикуваме да. Не здравството сакам, и лекарите, точно, ама позитивните примери Точно. мора да се. Ја ги искритикував на почеток. Да. Има случаи. Да. Ама знаете, ова е многу радикален Да. позитивен случај Да. и така натаму. Ама Нино сега докторот ме зборува Ако? нешто. Јанко, јас не сум единствен случај. Јас во мојата група имам 20 на жени излечени од септември навака, жени со кои работам. Значи не сум само јас. Значи нашето здравство стварно максимално прави се да ги донесе лековите тука. Види, колку и да сум критичар, Да. еве морам да го кажам ова. Да. Доктор Софијанова, кога ја запознав, тоа беше почетокот на Так. Јади Бурек и ја одлучувам, не Да. знаејќи се себе си, Така. викам за нова година се пакуваме цела продукција, продуцентот, Така. камерман и све, ќе идеме на онкологија, Така. на детска клиника, на Така. оделот на онкологија, да им Да. подариме телевизор Колку убаво, супер. и да им подариме пакетчиња. Сега ја ќе се расплачам. Да. Тоа што го видов, траума до крај на живот. Ја не сум способен веќе да стапнам таму. Така. Арно ама. Немам оправдание заради емоциите. Така. Ми паѓа тешко Така. сликите Да. дете кога се мачи. Да. Абе нема потешка работа. Нема. И Цули Софијанова, ама секоја и чест. Да. Само ми стави рака на рам. Ми вика, Јане, абе не се секире. Едно не ми умре, вика. Така е, точно. Ама ги излекуваме. Да. Арно, ама, знаеш како, човек толку ќе те облеат Така, емоции, не ти така, допира. така. Па после некое време, вау, и се обидував Да. на лекарите, затоа и ги Да, воведов ја да. лекарите да зборат. И треба, Јанко, Ама треба. треба надеж да им се даде дека кога ќе ти се случи Точно, нешто, точно. имаш на кого. Има. Да, може некогаш ќе се најде некој Така. добро, некој е нервозен, преоптеретени се, Така. премногу се Па и они се живи луѓе, Јанко. Да. Во лоши услови работа. Така И навистина разбирам. Така е. Но на крајот на краиштата, како кај Господ идеме, кај нив ти го Така давам е, животот. така е. Да, може нема да постапи како што е, ама мое
да се Така. трудам колку можам да излечам од Ама него. види, во лекувањето Јанко вака. И ова ме радува. Да. Велите дека процентот на излекувани Излекуваност е голема, многу голема. Мене многу искрено ме нервираат малку медиумиве што само црната статистика ја споменуваат цело време, ама има многу бела статистика во Македонија, има многу излекувани луѓе, не сум само јас. Ве молам, акцентирајте го тоа. Да. Знаете зошто? Да. Не заради лекарите. Ја не се грижам. Ама заради луѓето. Заради мојата Точно, публика. точно. Има луѓе млади, болни, Да, стари, секакви. И се вика, леле, кај ќе бегам ако се разболам. Не е така. Не е така, треба да му верувате на здравството, верувајте ми Јанко. Што и да одберете, дали ќе се лекувате со алтернативна, комплементарна, класична медицина, вие треба да верувате во тоа што го правите. Значи, доколку влезете со сумнеш, апсолутно нема да делува лекот. Не се согласувам со тебе. Сум земал аспирин со собнеш и супер ми е. Значи, ја е почитувам таа фармакологија која независно од мојата помисла Така. ќе ми делува. Бидејќи ја може паника ме фатило, може страв. Значи, ја се согласувам. Тоа е најдобар принцип. Да. Но не секој, некој е у кома, некој е... Ама ти кој ќе го испиеш апчето, дали веруваш дека тоа апче ќе ти ја смири главоболката? Не, јас се надевам. Се надеваш. Епа, пак имаме елемент на... Затоа, Така е. затоа и го конзумирам, иначе не би го конзумирам. Точно е, ама нашите што прават повеќето од луѓето, што правеа на онкологија кога јас почнав во октомври месец. Значи јас одев на онкологија, ви кажувам, со позитивни афирмации, со ливчиња, ја ставав слушалки и медитирав. Со мудра став слушалки, Што слушаш? медитации шаманистички. Значи ги имам и сум ги споделувам постојано на интернет, тоа се шаманистички медитации што се со ритам, што буквално се наменети да ти ја подесат фреквенцијата во телото. Ќе ти дам ја тебе едно CD со музика, Сакам. Future Sound of London, Може. Life Forms, ќе ти Може, дадам супер. Tangerine Dream, ќе ти дадам Neo Супер. Trance. Има луѓе кои прават музика Да. само затоа што ја прави ненаменска, Така. ама за мене е жива терапија. Така е. Па Така. мислам дека денеска болен човек да отиде на Моцарт концерт, Охо, здрав ќе се врати. па Нели? да, А ја па правел, да. од чому дошло како порив, Па а тој да. лек не сме ни свесни. Ма јас детето мое го успивав со Моцарт, for babies, специјална Моцарт музика, па мојата ќерка израсна со таква музика и она е едно прекрасно сталожено дете што нема испади, нервозни, што е многу талентирана и многу креативна и нека не ми кажат они дека музиката не делува. Апсолутно све делува. Така Па, е. како сега скоро читав и за она века предвреме родени деца Така. со неравномерен пулс, со Така. грозници со воспаленија. Вика сега нови третмани, родителите лекнуваат со голи Да. и го стават. Да. И татко, вика, Таткото дури и му, татко точно, и мајка. да. И вика, што е можно помалку Коша на во коша. инкубатор, што Да, е можно повеќе. да. И оно е со цевчиња, Да. али вика, како има неравномерен Да. пулс, го Така му ставаме се на смирува мајката, му пулсот. се смирува. Да. Па сега ти кажи ми дека допирот и љубовта Ама не делува. како не? Ма во Англија супругот мој беше со мене јас кога се пораѓа во апартманот. Да, и го снимаше, пред некој ден го видов целиот пораѓај и јас се згазив од смење, викам како можеше човеков да го сними. Значи целото породување No. го снимаше. Не прифаќам. Неќам не. Он издржа многу башки. Усистини. Многу башки издржа душичка. И ве го поздравувам сега. Жена ми само вака ми рече, искачај. Мене ми беше битно Оне да е биде појака со од мене. мене. Мене ми беше битно да биде со мене, пошто јас имав пораѓај нормален, без епидурали, без инекции, без ништо на живо. И стварно ми беше битен тој контакт, кожа на кожа. И кога се роди малото, истото го прават во Англија, значи ви го оставаат кожа на кожа голо детето. Кажи ми колку време се лечеше? Колку време траеше терапија? Еве вака, значи почнав од октомври, па се откажа, па од март се вратив. Веќе, значи јас кога се вратив од Унгарија, веќе имав метастази на коски. Ајде, пред вака, ме збунуваш Така. со деталиве. Ајде. Првен кажи ми, Значи колку време? Почнав во Временски кажи октомври ми. со 2 хемотерапии. Се откажав. Значи правев пауза. Кажи ми месеци. Колку траеше тоа? Голготата, значи траеше од октомври до мај месец. Хемотерапијата. Бев под Значи, хемотерапија. 8-9 месеци. Да. Добро? Па правев нели радикална мастектомија, операција и од Добро. септември месец почнав со радијација, со зрачење. Вау. До ноември. Во декември се врати повторно болест.
рецидив локален. И повторно истите трауми. Наградите? Повторно на истото место. На истото На место? истото место. Кај што беше опериран? Да, се јави локален рецидив. Еве повторно дека ни терапијата не е гаранција. За тоа ми беше моабетот на целово интервју. Значи, број еден правило е ти внатре да се подесиш себе си. Не беше подесен? Не бев. Се до 7 декември, додека не отидов на втората операција и додека во предвечерието пред одам на операција не се слушнав со мојот многу почитуван онколог Нина Васев. Значи, тој е пред се психолог, а после тоа онколог. И тој ми рече, Јована, ти ја држиш болеста во сопствените раце. Нема неизлечиви болести, има неизлечиви пациенти. Ослободи ја болеста, ослободи го отпорот, прости на сите на кои треба да им простиш. Немој да им се лутиш на луѓето. Со гневот ништо не постигнуваш, ќе се убиеш себе си. И ми спушти. Слушалка. Значи, јас отидов со таја помисла, киркичката ми црташе срциња, мами, I love you, или други работи на операција. Отидов, значи, така подготвена. Колку години киркичка? Сега има 4,5. Тогаш имаше 3. Остави тоа, те примети дека е нешто Да. тешко со тебе. Да. Знаеше цело време дека е мама болна, дека на мама градат, дека е докторот, дека ја лечи. Она и ден денеска ја гледа мојата лузна, ми помага да се мачкам со крем. Јас не крием ништо од неј за Јанко. Јас ја подготвував цело време. Пошто никогаш не знаеш што може да се случи. Јас не сакав детето да биде. Моето дете не спиеше цели година дена со мене. Значи спиеше со моите родители, бидејќи туморот кај мене не беше оператибилен. Значи мораше да се почне со хемотерапија, за да се повлече, пошто јас имав наградата, имав на пекторалниот срцевиот мускул. Како го поднесе она? Многу нормално. Она трупаше на врата и пред да влезе ќе рече, мама, може да влезам да те гушнам, да те видам? Ќе дојде ќе ме гушне, ќе си изгушкаме половина час, чао мама, чао, и ќе се симне да спие. Сигурна си дека нема да има последици? Да. Мислиш дека ќе излезе? Знае сето зашто нема да има тоа? последици, Нема да Јанко? Зашто? Пошто она никогаш не ме виде мене стресна. Она никогаш не ме виде да плачам пред нејзе. Мама беше секогаш расположена. Јас последните сили, значи 7-та, 8-та хемотерапија, јас не можев да одам, Јанко. Јас имав метастази на куските. Болки во ребетот, јас ми се полнеа белите дробови со течност. Јас пиев цели 4 месеци на перници, на метар подигната спиев, затоа што кога ќе легнев на рам на душегот, ќе легнев, јас се гушев во собствената течност. Мене белите дробови ми беа полни со течност. Јас последниот сити скан одбив и да го гледам, пошто имаше метастази, имаше врата, рака, како што реков, пекторален мускул, бели дробови, коски. Јас реков, ова е премногу за мене за да го соџвакам. И за мене туморот беше само во градот. Мене ова, како ми го кажеш, ова било безнадежна состојба? Беше. Па мене ме отпишаа таму, значи беше. Кој те отпиша? Чекај сега. Тамошното здравство. Па ти ми рече лекарот не те отпишал. Ама тамошното здравство, значи они ми А рекоа, таму ме отпиша. Таму те отпиша. Нино тука Ама овде веруваше, ама не. он знаеше дека он прво што е добро кај лекарите и Те што познаваше? не од претходна, меѓутоа тоа е доброто кај него, значи он е и психолог и онколог. Значи он процени како може да допре кај мене. Он знаеше дека позитивното размислување, позитивниот став, дека тоа ако се наштимам внатре, ќе биде клучно во моето лекување. И токму така го водеше моето лекување. И он ми велеше, Јована, ти можеш сама да се излечиш, лековите ќе ти помогнат, ама ти си таја што ја држи болеста в раце. И на 7 декември, пред да се случи втората операција, јас седнав и напишав договор со карциномот. Значи, ова е терапија што ја правам и во групата сега со моите пациенти. Не разбирам. Го визуализирате карциномот. Зашто карциномот не случајно се случил. Карциномот е на душата прво, а после тоа на телото. Симптомите се телесни. Болеста е насекаде во телото. Затоа пациенти што само се подлегнати на онколошка, цитостатска, на радиација, на операција, зашто кај тие пациенти повторно се враќа болеста? Оти тие внатре не ги средиле проблемите? Па ти си веќе токсичен со години. За еден карцином да се разви 1 сантиметар кубен треба да поминат 7-8 години. Значи тој не се развил преку ноќ. Преку ноќ кај мене настана инфламацијата, меѓутоа условите за развивање на карцином, јас сум си ги негувала многу години на насад. И сега, например, еве го карциномот во дојка, ќе се отстрани, ќе се оперира. И многу луѓе тука сгрешаваат што се откажуваат од терапија, се откажуваат од се. Мислат дека го нема, нели, карциномот,
Исто и кај мене беше, само што јас не се откажав, ама еве и сета терапија повторно не беше доволна кај мене да го спречи. И алтернативна, и се, масло од и канабис, све. На 1 грам дневно бев. Аткинс, не знам, Се. ништо не помогна. Ништо повторно се врати. И убедена си дека заради твојата внатрешна. Да, затоа Не што обвини никого, ни загадување, Не. ни вакцини, Не. ни ова здравство, Не. ни она здравство. Не. Проблемот го бараше во кај себе. себе, точно. Зашто мене почнаа, слушав муабети од луѓе во групата, ама хирургот што оперирал не исчистил доволно, ама не знам, не бе луѓе. Јас познавам луѓе кај кои хирургот не исчистил, а никогаш не добиле после тоа карцином. Значи, се додека обвинуваме надвор од себе луѓе, ние никогаш нема да се изликуваме вистински. Колку пати знаеме за постари луѓе, ќе го отвори, ова е готов. Го носи затвара, а дома, он знае дека е уште опери... 30, уште 30 години живее. Точно, затоа што тој знае дека све е извадено и изчистено. Моќта на умот и помислата. Многу И е што ти силна. вика цело време? Ти ослободи го, не се нервирај, проштавај. Да, проштевај, диши, контакт со природа, Што си рециклирај. Си психолог. Да, па види, грнчар од грне нема. Значи, ние докторите секогаш последни одиме на лекар. Аха, ама со тоа се што го научи и ова што го проучи, Да. дојде до добар заклучок. Дојдов. Така? Јас мислам дека мене ова животот ми го даде некако како можност да ме казни, туку како можност да покажам што се знам. Значи сакаше цело време, еве како емисијата што ти јаде бурек. Јадеше бурек цело време, метафизика, позитивно размислување, молитви. Еве ти ситуација, справи се со оваа ситуација и докажи ја теоријата што цело време ја. Пошто видиш животот ќе те предизвика да докажеш тоа што ти како човек го промовираш цело време. Ќе дојде период кога ти мораш да го положиш испитот. Сите тоа го правеле. А е вака како стручно лице. Дали ординираш работи сега? Сега си во моментов пензионер, така? Да, пензионер по англиското здравство. Во Македонија во план е со Ремедика, со работка имаме со Ремедика да отвориме дневен центар за третирање на онколошки пациенти. И сакам да воведам музикотерапија, рефлексологија, арт-терапија, терапија со смеење, психотерапија, да ги научам на здрава храна, се што знам се сакам да им пренесам на пациентите. За музика и за смеење ви Така. стојам на располагање. Ќе ти имаме во предвид. Да Благодарам. имате во предвид. Да, да. Вака, ај како стручно лице да те прашам, Така. мојата најголема расправија со мојот кардиолог. Така. Бидејќи ја не кријам, нели, дека заради мојот лош начин на живот, Да. прекумерната тежина и најверојатно и стресот, Да. а изгледа стресот и бил главен у целава приказна, ја доживеа 2012 инфаркт. Добро. Ти го реков и на пауза дека Така. денеска перцепирам дека е тоа една од најдобрите Битрао. работи што ми се случиле во животот, затоа што ме натера rethink everything. Така. Знаеш, она е чувство на ароганција, суперхерој, никој ништо не ти може исчезна, малце си Да. повнимателен, Егото. егото малце да го намалиш, бидејќи Да. стварно труе. Труе. Сега, има една работа, ова со подсвеста, затоа Така. и си добра, ама, например, тука не се добри лекарите, стручњаците, они не знаат. И ми вика вака, не се нервирај. Добро. Имаме некои чудни звуци, се извинувам поради Нема тоа. Вика, не се нервирај. Се, ја го разбирам дека он на некој начин, колку што може, бидејќи е сепак стручњак, ти вика, немој стрес, Да. биди посмирен, и Да. така натаму, и така натаму. Тоа е малце многу тешка. Имац немано по-орицки да го кажам. Да. Се зафркавам, малце Да, сепак да, емисијава да, јади бурек, да. колку и да идеме сериозно, Точно. од плачење и на смеење Така, ќе идеме. така. Зашто се работи? Му викам, вака ми пука филмот. Така. Како да не се нервирам? Па, не се нервирам. Дај ми апче да не се нервирам. Па не може, иди отров еднаш Да, можеш да си да, земеш да. ово на диазепам, ваму Да. таму. Добро, викам, како да го контролирам тоа? Да не се Така. нервирам, пошто многу лесно, нели? Стент имаш, еве ти стент, стесната Така. ја аортата имаш, знам што треба да направам. За ова Така. не знам, имаш ли рецепт? Имам. Не. А ти. тој? Он нема. Нема. Така. Викам, зошто се нервирам? Па,
Не знам, вика, си имаш ти причини зашто се не... А што е нервоза, му вика? Па добро, тоа е страв, нешто ово, капир. Добро, викам, што е страв? Што е страв? И сега веќе му дојде од медицинско училиште, почне да го капира и ме вика, па добро, стравот е една состојба каде што телото се довидува во хормони, стрес, значи се лачат хормони побрзо бие, одошто нормална опуштена состојба се чувствува загрозена. Што тоа го предизвикува во организмот? Па адреналинот. Аха. А од кај искача адреналинот? Од надбубрежните жлезди. Како да ги контролирам надбубрежните жлезди? Па нема. Па викам, чекай ми стави стент. Стави ми еден стент на надбубрежните жлезди со некое онакво, за помалце да се лачи у крвта, за да не се нервирам. Ти ми бараш, ја овде седам и се нервирам, се карам со него. Ти ми бараш овде, јас да ги контролирам надбубрежните жлезди мои, не можам да ги контролирам. Ми вика, тој што ќе го открие ова, тој ќе има Нобелова награда доживотна секоја година. Тој што ќе открие медицински, физички механизам, фармаколошки, да си ги контролира. Исто му го кажувам на мојот духовник и ми вика, па зошто идеш фати ја молитвата, редовно у црква, само ќе си дојде, дури и да не го бараш. Точно е. Така е. На пат сум, далеку сум од тоа, но... Еве конкретно за срцето, значи како стравот и стресот. Ако земеш една бакарна жица и ако цело време ја виткаш вака, после колку пати ќе се скине? Добро, 100-200 пати, да речем. Што станува со артериите кога сме под дејство на стрес? Срцето пумпа повише крв, се полнат, се празнат, се полнат, се празнат, се полнат, се празнат. Исто како жицата која виткаш. Значи тие ќе пукнат еден ден. Особено кога се калцифицираат, кога се има наслаге, а наслагите обично се создаваат кога има воспаление. Сега зошто има воспаление? Инфламација под стрес. Во телото има инфламација. Затоа има стално тие тези ги читам. Дека прво, кога ќе дојде на молекуларно ниво, секогаш доаѓа на квантно ниво, кога ќе дојде тоа пореметување, се манифестира како миниатурна инфламација. Кога ќе се сетам, мајка ми почина од канцер на белите дробови, да, беше пушач, ама цигарите не утепа. Она беше, се разболе, вирус, воспаление и не можеа воспалението да и го спират. 95% од луѓето, тоа е научно докажано, што починале наводно од карцином, ако се направи аутопсија, не починале од карцином. Починале од други пропратни дејства. Значи, карциномот последен те убива. Ке те убие стресот, ке те убие, не знам, покачен крвен притисок, не знам, шеќер, било што ке те убие. Да, покачен шеќер, закиселен организам ќе доведе до инфламација, пореметување на балансот во организмот и така натаму. Најголем проблем шеќерот денеска. Јас го меѓу останатото шеќерот. Зошто шеќерот? Зошто кога сме цело време под дејство на стрес, на силен стрес, клетките засилено се хранат со шеќер. И здравите клетки, не можејќи да го метаболизираат шеќерот, настанува удвишок и така настануваат, се хранат канцерогените клетки. И затоа луѓе што јадат силни масти се поздрави од оние што јадат шеќер, затоа што организмот му треба енергија и време да ги обработи мастите во шеќер да ги претвори и го контролира цел организам. А додека шеќерот директно иде, тоа што ќе останува во крвта и закиселува средина. Закиселува средината. Е сега едно интересно истражување што спомена сега. Значи правено е лабораториски, на почетокот споменавме мутација на клетките, дека така настанува канцер. До пред 20 години постоеше една теорија дека настанува карциномот со мутација на јадрото на клетката. Па после се правеа испитувања, па јадро од клетка, од малигна клетка се пресадуваше во здрав организам, па испадна дека тој организам не се заболува со карцином. Значи не е јадрото на клетката. Па после се изолираа цели клетки и се направи еден последно истражување пред 5-6 години, а баш го читав, уште не ни бев диагностицирана. Излезе во Оксфорд Юниверсити, Институтот за психологија го објави ова истражување. Вели вака, се зима човечка малигна клетка и се пресадува кај два глувци. Значи, едниот глушец бил изложен постојано на стрес, значи,
аквариумот во кој е чуван глушецот бил во непосредна близина на мачка. И значи глушецот тие неколку дена, 10 дена во лабораторијата бил постојано по константен стрес изложен. И кај уште еден глушец што бил чуван во посебни лабораториски услови, не изложен на стрес, регулирана исхрана, регулирана температура во просторијата. Значи во исти момент им се пресадуваат на дваата глувци малигни клетки. Кај глушецот што е чуван во нормални услови не настанува карцином. Кај глушецот што бил изложен на стрес и на нездрави услови, се развил карцином. Значи, тука е одговорот на прашањето. Не секој ќе заболи од карцином. Значи, Но од карцином ќе заболи најсмирениот човек. И тоа се случува. Ама тој делува смирен надворешно. Од како знаеме тој внатре што чувствува? Зашто морето на површина може да биде мирно, ама внатре може да има бура. И обратно. Добро, каква е состојбата со тебе денес? Сега сум одлична. Значи, последниот PET скен на 7 март правев PET скен, покажа дека нема малигни клетки во моето тело. На твојот Facebook профил те видов во некои си клинички услови, во некоја... Да, сега примам терапија за примаш? куските, затоа што куските ми се поприлично оштетени од хемотерапијата и од метастазите. Значи, имам пршлени на ребето што се комплетно оштетени, бутна куска, нели, сега да не ги набројувам. Значи, 2 години ќе бидам на таква терапија. Тие се фосфонати. Значи, тие служат за да потхранат куската. И плюс сум на хормонална терапија, хормон супресори. Затоа што состојбата што имав, јас се хранеше 95% со естроген и прогестерон. Значи, силната жена во тебе Да. те изедува. Да. Ти прави проблем. Ми правеше проблем, ти се правеше додека проблем. него ти кажав, значи јас се обидував да го извизуализирам карциномот. Значи има една прекрасна книга што се вика Хемотерапија лечи рак и земја е равна плоча, значи од еден германски писател, и тој во еден дел од книгата токму ја разработува методата на подпишување договор со карциномот. Вели, карциномот е дел од тебе. Значи тоа е твоја клетка. Значи не е вирус што ти си го собрал од надвор. Не е заразна болест што ти од некој друг ти ја пренал. Значи тоа е твојата клетка во одреден дел од животот се свртала против тебе и те јаде од внатре. Значи ти мораш да го најдеш одговорот внатре. И по тој метод, значи јас се трудев во најдлабоки медитации, молитви, не можев никако да си го представам се до декември месец, додека не се случи втората операција. И тогаш си го буквално во една молитва го седнав спроти мене, како јас и ти што седиме вака, и го замислив како човечки мозок. Така ви дојде во визуализација. Човече со очиња, со све, седнат, карциномот карши мене. Мислам, многу луѓе може ги помислат дека ова е лудо, меѓутоа не е лудо. Ова е многу мукна техника на визуализирање. Те се правдај. Да. Опиши ми. И се седнавме еден карши друг. И значи во таа длабока медитација јас му реков: "Слушај, двајцата ќе изгубиме ако продолжиме вака. Значи јас ќе умрам, ама и ти ќе умреш со мене. Значи нема да има победник во играва." Застани. Длабока медитација? Да. Што е, ги исклучуваше Се. сетилата? Да. И се Мантраше? центрираш, мантрам, да. И се концентрираш. Да. И на крај ти се создава Да. некој простор во главата, го Да. визуализираш Да. во глава Да. и почнеш диалог со него. Диалог со него, разговор. Колку тоа трае? Па кај мене траеше добри 4 часа. Продолжи. Значи јас слушнав толку фрапантни изјави Од него? од него. Што ти вика? Колку сум била неодговорна спрема своето тело. Колку душмански сум се однесувала спрема твоето тело. Спрема своето тело. Колку сум го оптоварувала мазохистички со работа, со лоша храна, со лош начин на живот, со стресови, со непотребна емпатија. Значи јас ова го слушнав, таа состојба што јас ја имав во мене ми го вокализираше Јанко. Непотребна емпатија. Непотребна емпатија спрема сите тие деца спрема кои се грижев, за кои се грижев јас во тие психијатриски клиники. И тој ми рече во еден момент: "Ти имаш свое дете. Што е побитно?" Значи работата што ја работиш е работа за плата. Доколку не можеш да се носиш со работата што ја работиш, не ја работи воопшто.
Зарем треба да си наштетиш на собственото тело заради популарност и кариера и не знам болни амбиции што ти сакаш да ги постигнеш понатаму во животот? Зарем тоа е цената? Значи јас се фрапирав. Значи работи од типот на непростување на одредени луѓе. Зошто токава горчина? Зошто токава омраза спрема себе си? Која сум јас да судам на некого? Дали е добар или не е? Нели? Прифати или остави. Едноставно, ослободи ги сите тие луѓе. Не ги држи внатре во себе. Ти ми збориш за рецептот кој ни уште од Да, Господ пратен уште пред точно. 2000 години. Ама не случајно Бог ме пратил мене во ова тело и со оваа диагноза, за да ја кажам оваа вистина. И Непотребната емпатија. Да. Ја морам да барам, како да ти кажам, интелектуално, духовна основа, знаеш, кога книга Нема проблем. читаш, па од кај си вадел цитати, мене ми е потребно тоа. Да. Има, вика, непотребниот плач, колку Да. може да биде штетен Да. во животот на еден православен. Гледа реклама, ќе се расплаче. Гледа филм, А знаеш зашто ќе се се плачеме? испотресе. Оти се плачеме самите себе си. Оти рекламата ни е изговор. Оти филмот ти е изговор. Оти ти плачеш на турски филм, оти те погодила судбината на некого. Ама зошто те погодил? Зар може да ме погоди нешто што не е директно поврзано со мене? Уште и лажно. Ама тоа ни е изговор за да се оплакуваме себе си. Или некој комшија починал, едва и Да. го знаеш, па се испотресуваш. Има ли потреба? Не. Па ти во Индија од една страна е најсиромашна земја, од друга страна имаш најпродуховени луѓе. Зошто? Зошто и тој што е условно инвалид на улица што проси, тој е свесен дека со тоа отплаќа нешто во животот. Тој е свесен дека со тоа тој мора да научи некоја лекција. Како да ја најдеш, да имаш љубов, да даваш и примаш љубов, бидејќи не може само да даваш љубов. Секако дека можеш и да Не, примаш, тоа можеш мора да двонасочно да биде. Има луѓе кои одбиваат да примат самотници, ави Така. и така Така. натаму подвизници, ама зрачат со љубов. Да. Тука нема Да. што. И тоа е нивниот избор. Така. Како што викаше Никола Тесла кога го спомна. Да. Он, например, ја сублимирал крајно својата сексуална енергија. Не ми е потребно, вика. Да, На да, луѓе им треба, да, ја да. вика, мојата енергија е насочена на друго, спиел Така. еден сам. Ама тоа е многу мокна енергија ако успееш да ја канализираш исправно. Многу факултети ќе завршиш. Да. После ќе се прашаш кој ќе ги завршиш, а што ти требале факултетите? Па добро, може тебе види, ние Јанко, јас ова сега што го зборувам и што го правам, може би јас нема да дочекам да видам такви промени во нашето здравство и во здравството во светот, во третирање на онколошките болести, ама некој ќе види аерото, може би после 50-100 години. Јовна, знаеш, мојава емисија е политичка и често Така. пати сваќам дека што и да правам, подобар живот на моите деца нема да им дадам. Но од друга страна знам дека сум се обидел и сум почнал некој процес, Така. ја, со мене, со некој мистомисленик, малце, милиметар. У една насока, друг, така и ти. Не можеме само да очекуваме Не. дека ќе го добиеме над преварот. Ние водиме војна. Јас точно да знам дека утре ќе го напуштам светот, спремна сум. Спремна си? Да. Јас точно да знам дека утре јас нема да пристанам во ниту еден момент да го правам ова што го правам. Пошто луѓе обично кога им кажеш што ќе правиш во последните 24 часа, ќе ти кажат: "Еј, не знам, ќе изедам толку, ќе испијам тоа", као да им е последно, знаеш? Па не Мислам дека живеат. јас ќе бидам умерена и во последните 24 часа, пошто тоа ме прави среќна. Ова што го правам сега. Не се плашиш од смртта. А од агонијата? Нема да имам агонија. Од кај знаеш? Дека нема Зашто да трпиш знам. болка. Знам. Ја го Зашто? гледав татко ми како умираше 40 дена, ми велеа дека е у кома, Така, а со отворени очи ме гледаше. така. Низ каков пекол или рај поминувал у моментот, не знам, но тоа што го видов беше страшно. Ама било пеколно за тебе. Може за него не било. Да, а што ако било за него? Јас мислам дека нема да биде за мене. Знаеш зашто нема да биде? Сега ќе ти кажам друга работа. Откако научив да ја контролирам, да се контролирам себе си, откако го воспоставив тој внатрешен еквилибрум на енергии во телото, откако почна моето лекување од декември, 7 декември, јас почнав да ја контролирам болката. Дали ти се верува дека јас
умеам да се справам со болката, Не, дека не јас ти не верувам. пијам аналгини. Не ти Јас, верувам. Не можам да поверувам. да, Не можам. За све можам да поверувам, еве, можам да поверувам у алтернатива, масло од канабис, масло од ова, додатоци, здрава храна, зелена храна, сонце, sun gazing. ама еве ништо не беше од тоа доволно, значи мојата силна волја беше пресудна. Еве ти кажувам, значи се пробав. И во сонце гледав секој сабаде станува во 5:30. Со отворени очи примав сончеви фотони преку рожницата, тоа е многу битно кога се лекуваш. Знаеш зашто си ми многу специфична? Затоа што у ниеден момент не го негираш. Има луѓе Така. кои многу од овие работи ги зборат, Така. но вика здравство, фармакологија не. Ти напротив. Ма како кога ми го спасија животот, Јанко? Фала ти. Па јас ќе умрев ако не се вратев на хемотерапија. Па јас вториот пат кога почнав со хемотерапија, јас имав метастази на коски. Значи, знаете колку луѓе излечиле метастази, па мене доктор Нино Васев ме шеташе на клиника пред месец дена како чудо на медицината. Пошто ретко е да излечиш Јас на Бога сум му бескрајно благодарна што ме спои со овие луѓе овдека во овдешното здравство. Како да не му бидам благодарна на професор Андрија Арсовски, кога со толкова љубов ме оперираше 2 пати. Не можам да не сум благодарна, Јанко. Тие ми го спасија животот. Значи, јас, нити па ми е намерата, јас, кога почнав со лекување на моето семејство, му викав, не ќе да знам што ќе се излечам. Не си партиски човек? Не. Не си толку силна медиумска Не. личност, ниту материјално си толку богата па да си Не. го купила тоа внимание. Значи, ова е заслуга на нашите лекари, на нашето здравство, кои ти помогнале. Ама затоа ти што го Јована спаселе кога живот. одеше на терапија, јас му велев на докторот мој, тој ќе биде со мене следната недела на емисија. Јас му велев, јас ти верувам максимално. Јас не ги преверував лековите што ги примав, Јанко. Јас не гуглав на интернет да видам какви нуспојави ќе има. Јас немав појма што има во коктелот хемотерапија. Тоа е добро, што не Ама се знаело. зошто? Он е професионалец во неговата област. Јас нема онколог да изигравам сега да ги проверувам лековите. Ама нели и Запад не учи second opinion, она заради misdiagnosis. Колку пати се греши шо? и дури и самите лекари Така. ти велат разговарај со друг лекар. Така. Во Radcliffe Infirmary за мој Така. човек отидов, Да. кој требаше да биде опериран и почнувам да разговарам Да. со него за многу специфична болест Така. беше, требаше да се оперира. Така. Со како се викаше докторот, го заборев името. Така. Значи во Оксфорд и почнувам да зборам и на крај му викам јас се извинувам, вие сте Така. директор на клиника, да. Да. Што сте? Магистар, професор, доктор, Така. Нобеловец, Што и да е. Можеш да замислиш кога во една Така. од најголемите клиники Така на е. свет во Оксфорд е ставен некој да ја Така. раководи, кој све титулари ги има. Така. И од друга страна, ни грам ароганција. Да. Значи, ја не можев, што да ти кажам, сите. Така. И уште му викам, извинете, ама јас стварно ништо ново не чув, Така. тоа е доба пред интернет. Така. Како сум се снаоѓал, не знам. Да. Викам, ништо ново не чув од она што јас го знам. Викам, господине, вика, ама ја млад човек, 22-3 Да. години, Така. со огромна почит. Вика, вие, затоа што сте имале фокус заради конкретна особа, сте откриле се што Така. современата медицина открива. А таа не го крие, сите го знаат. Да. Вика, разликата помеѓу мене и вас е што јас ова го имам вакво знаење за уште 100.000 болести. И Така. јас знам околните третмани, предтретмани, посттретмани. Ти знаеш за болеста што и како Така. и колку. Ова има уште една огромна Така. процедура Да. која е и ова вие што го знаете е само Така. сегмент. Тогаш ми стана јасно, се опуштив Да. и како да ти кажам, бидејќи отидов со многу скепса Така. да ги таа особа да ја лечат таму, Така. но ми покажа дека лекарите тие теории на заговори и така натаму Не. паднаа во вода Да. и не успеав. Да. До ден денеска Да. никој не ме разубеди. Да. Мислам, многу е лошо да Јас имам прво како човек не сум негативно настроена. Никогаш не сум плукала ниту по одредена политика, ниту по одредена партија. Дури сметам доколку народот во една држава е негативно настроен, во многу негативноста ќе влијае и на водечката партија во државата. Или ако сега ние сите плукаме по здравството, значи ние ствараме негативна енергија и негативна атмосфера и тоа здравство нема да функционира како што треба.
А како да го подобриме кога не се Еве ние одиме на онкологија, мојата група, значи Еве ти што го кажуваш Ете. ова, нели? Прво, Така. прво кажа, многу работи ова револуција, не знаев кај ќе иде овој разговор. Прво, многумина се излекуваат. да. Надежта не е само празен Не, збор кој го не, кажуваш овде. Не. Еве јас тоа јавно го кажувам на И не телевизија. завршило, борбата Не. продолжува. Нема Не. таму Нема. вибрамицин 5 дена и Нема. готово више не знае. Не. До крај Треба на живот ќе човек се да бориш. биде подготвен. Јас реков и на моето дете, нели, кога се вратив од операција, ме виде без дојка, детето нормално, мама каде е градата, јас морав некако да ја објаснам, пошто она 3,5 годишно дете не можеш туку така, нели, Скроз со овие ви термини. отстранет? Да, скроз. Радикална мастектомија. Јас ја објаснив дека нели докторот ја чува во тегла, па среќа ги има на интернет оние слики со мозоци, бубрези во тегла. Јас морав да ја кажам дека мојот доктор ја лекува мојата града и дека во одреден нели момент од животот таа града ќе ми биде вратена, која ќе биде комплетно излекувана. Значи моето дете доаѓа на онкологија, го обожава доктор Нино, му верува, зашто знае дека Мајка тој му е. доктор прави мама да биде среќна и здрава. Значи моето види, јас го сменив погледот спрема онкологијата, зашто јас одам нашминкана на онкологија, јас одам како да излегувам на кафе. Ние и пријателките од групата се шегуваме, ние многу се поддржуваме таму, ние кога одиме примаме 10 жени хемотерапија и ние после тоа одиме на чај. Ние не се само сожалуваме. Не палите цигари после. Се шегува. Па во одреден дел од животот може и тоа ќе дојде во Македонија. Не е битно. Сакам да кажам, не е поентата да се само сожалуваме, не е поентата да ја префрлиме целата вина на лекарите. Значи, онкологот ме познава колку што јас ќе му кажам за себе. И неправедно е да му ја префрлам целата вина на него. Така? Он ти ја дал терапијата, а он од кај знае јас каков животен стил имам. Така? Ако јас устаа терапија, се најадам месо вечерва. Така? За киселиш Се организам. најадам баклави, Немаш тулумби хлорофол. и ред други работи. Па нормално дека таа Хлорофил. терапија нема да делува или дека таа терапија ќе, не знам, ќе ми го бутне притисокот, ќе ми го бутне дополнително имунитетот, пошто види, да ни биде јасно. Значи хемотерапијата не го лекува телото. Хемотерапијата ја запира делбата на канцерогените клетки. Телото го лекуваш со храна, го лекуваш со одредени суплементи, го лекуваш со правилен вредносен систем, го лекуваш спиритуално, го лекуваш со еден куп други терапии од типот на арт-терапии, на терапии на допир, EFT техники на ослободување на енергија по меридијаните. Значи има еден куп работи, ама нашите луѓе, мислам не само нашиве македонци, него во цел свет се научиле една таблета да го реши целиот проблем. И за жаливе морам јавно да им кажам, не постои таков лек. Што ќе ги реши сите проблеми? Никогаш не постои, никогаш нема да постои. Ниту ќе постои една терапија за карцином. И можеме двајца луѓе со иста болест, на иста терапија, едниот да заврши фатално, другиот да преживее. Па јас од 11 души во Унгарија сум можеби една од ретките што преживувам, 5 веќе умреа од тие пациентки. Беа во многу подобра кондиција од мене. Ама јас сакам да живеам. Знаеш, секогаш со моите пациентки кога разговарам, вели, ама добре, ете мерак, мие ќе си скршам чоколадце малце. Добро, викам, сега вака. Значи, ти кога почнуваш, кога се ставаш на вакво патување, ти мораш да имаш војничка дисциплина. Значи, карциномот бара дисциплина. Карциномот бара максимална посветеност. Карциномот бара присутност во сегашен момент. Верувај ми, Јанко, мене до пред скоро ми беше страв да мислам негативно. Зашто знаев дека со секоја негативна емоција и мисла јас стварам негативна вибрација во телото. И му даваш храна. Да, не само во телото, во целиот универзум. Значи со све што мислиме и со све што правиме, ние сме или дел од доброто или дел од злото во светот. И што ти вика карциномот? И карциномот ми вика, јас во рок од 6 месеци ќе сменам се. Значи ќе почнам клетка по клетка, како што сум се создал, така да се враќам наназад, меѓутоа ти во рок од 6 месеци мораш да ги смениш тие и тие работи. Јас го напишав договорот. Карциномот уште добар, спремен е да се самоуништи. Да се врати назад од кај што дошол, пошто знаеш што ми рече, јас се појави во твоето тело да ти го спасам животот, зашто ти ќе умреше од токсичност. Значи јас сите отрови и токсини од твоето тело ги собрав на едно место. Што е и вистина. После научно истражував
И во оваа книга што ја спомнав сега, хемотерапија лечи земја и рамна плоча. Истото го пишува. Значи, доктор Хесе има на една 338 страна, мислам дека беше, истото го пишува. Значи, карциномот во првиот стадиум е многу позитивен симптом. Затоа што ги собира сите токсини на едно место. Сега, ако го чуваш подолго, па и температура висока ќе те убие ако не ја лекуваш со антибиотик после тоа. Али на почетокот и температурата е добар симптом во телото. Ако се јави канцерот, твоето искуство што говори, ако се јави канцерот Да. и стои негде, Добро. можеш ли да го локализираш у животот или можеш да го излечиш? Што си убедена? Ако си свесна или не си свесна? Како да постапуваш ако он веќе не е? Еве, ја не знам дека имам канцер. Може имам, може немам. Тумор маркерите ништо не ми покажуваат. Па и не се секогаш веродостоен. Така. Дали си вознемирен под стрес? Откако сум роден. Па ти не мора да биде канцер што ќе те убие, нешто друго. Значи може да биде холестерол, може да биде притисок, може да биде срце, може да биде кола да те убие само затоа што ти во моментот си мислел на стресни ситуации. Све ова ми се случило. Ама и мене ми се случило, затоа на крајот дојде карциномот како бокс. Значи животот ти удира чврги, па шамарчиња, нели, те потсетува дека ти не можеш така да живееш. Јас непосредно пред да се манифестира ова бев под таков стрес, мене ќе ми изгазеше мотор на улица во Бирминген. Создаваш групи. Да. Многумина од луѓево сега ќе има една тенденција која ќе им кажеш и да се фатат. Аха, шо пиеше? Дај ми од тоа Да, да исто, купам и тоа. ми се случува. Така и, например, луѓево, не сакам ја друг, Да. јас сакам овој, или носам свештено лице, овој ќе ми е духов, друг, Никој друг. не може да биде. И тоа е Тоа е малце, прво е невозможно, Не. второ е неетички, трето е непрактично. Предрасудите се, значи луѓето не се отворени. Дека ти си единствена што можеш да Не им сум јас помогнеш. единствена. Јас еве сега во мојата Што да им група советуваме обучив на луѓе? Еве, Прво, вие да можете се имате спознаат себе капацитет си. 30-40 души да сте. Па ја во моментов обслужувам околу 200-300 жени на интернет, онлайн. Значи гледам во поголем дел од денот да бидам достапна за сите. И фала му на Бога успевам да им вратам на сите. И на пораки, и на телефонски повици. Меѓутоа тоа нема да може во иднина да биде со таков интензитет, пошто јас имам дете, нели ве дај Божи работа ќе се случи. Така. Ама приметуваш како кога се во собствена мака, они немаат емпатија за твојата ситуација и твојата Па не си, состојба. не, има луѓе што ме разбираат. Знаеш зашто, Јанко? Енергијата моја ја ги привлекува само луѓето со исти поларитет како мене. Тоа е многу интересно. Значи ти кога ќе направиш вредносен систем правилен во тебе, ти зрачиш со таа љубов и енергија. Значи јас не морам да ги допрам сите, јас не морам на сите да им одговорам на телефони да ме слушнат, за да тие луѓе не добијат, не им се случи некоја промена внатре поради текстовите мои што ги читаат. Значи оние добиваат мојата енергија и преку тоа што го пишувам. И тоа се случува. Значи, јас имам пациентки од Австралија, јас имам од Зимбабве пациентка, црнкиња, што успешно ја третирам, онлайн. Како ја третираш? Со фреквенции, со енергија, и праќам реiki лекување, со психолошка поддршка, преку Skype, преку Messenger. Тешко ми е да го прифатам ова и да поверувам во биоенергија затоа што бев многу сведок за овие 30-40 години. Добро, шарлатани има. Сега да се разбереме, има луѓе што го злоупотребуваат тоа. Тешко ми е да ви прифатам дека вие лекувате некого, а не можете себе да се излекувате, знаете? Така е. Нели? Така е. Така што, но како психолог, можам единствено да ви прифатам за реално и конкретно дека начинот на кој комуницирате со луѓето да предизвика еден нив внатрешен процес. Знаете, и Тесла збори за тие фреквенции, ама сите имаме сенс. Тесла кажува, кој ќе ја видиш, вика 10.000 нема да те убие волти, ама ќе ја почувствуваш. Да. Ирационалното тешко се перцепира. Вие може да верувате дека ми давате, ја можам да верувам дека примам. Дали е тоа така, никој не знае освен Господ. Ако ти се насочи свесно, значи јас и ти, види, не можеш ти на некого да му дадеш енергија, ако тој не сака да ја прими таа енергија.
Значи, апсолутно не верувам. Затоа и ти реков, треба човек да биде отворен и за негативна и за позитивна енергија. Меѓутоа, затоа тој тип на лекување се работи на спрега на доверба. Значи, ти треба да ми веруваш мене. Може би е 60% пласибо ефект. Може би нема енергијата да ти излекува. Види, се согласувам тоа за пласибото. Пласибото е може би 80-90%. Браво за ова. Да, Ова е многу фер од твоја страна. Ама така е што? Бидејќи, например, онаа терапија, пласибо со, како се викаше онаа терапија? Со вибрации, со капки, со Хомеопатија? хомеопатија. Добро, сумина така. Например, кај мене не делуваш. Никако. Значи, идев, се сретнував, ово, она, се обиду, нешто почувствував, ама како да ти кажам, само скепсата ми се засилуваше. Сакав да верувам, сакав да верувам. Но интересни работи, па ми се случува. И сега го објаснувам тоа. Значи, се работи за уво. Така. Се буди дете, 2,5 годишно, са бајле, вришти од болка во уво. Да. Му давам хомеопатски лек и му се смирува. Мојот лекар, знаеки, го информирам што сум му дал, ми вика, ненормален, опасно е, до мозок ќе му дојде, мора да го прегледаш. Океј, го прегледуваме. Нема ништо. Значи, али вика, пласибо ефект, вика, не делувало, пошто еве ја да го земам, вика, нема да ми делува, така е. Така. Ама вика, а што е важно дали е пласибо ефект? Кога веќе делува. Ако веќе и делувало. Да. Еве сега ја не знам дали 2-годишно дете од 2 сабајле имало свест дека давам нешто и дека е пласибо или дека е вистински лек. Мене ми е важно дека она излекува. Дека излекува, точно. Ние премногу се трудиме да бараме логика во нештата, луѓево. Дали ти си се прашал како работи сијалицава? Од каде доаѓа струјата, сега да тупиш мозок од таја брана, па дали ти интересира тоа? Не ме интересира. Значи сакам кога ќе го шкрапнам прекидачот да ми работи струјата, да може. Тоа ме носи до космологија, до почетокот на универзумот, до Биг Бенгот. Се шегувам. Ама у принцип не мораме да се оптоваруваме со такви работи, пошто нас ни е битно да стиснеме штекер и струјата да работи и да вршиш работи, да ти делува. Пред 200-300 години ова би било црна магија. Точно. Така. Ама и ова сега што го збориме за хомеопатија и информотерапија за 200-300 години ќе биде реалност. А ние мислиме сега дека еве сега ќе ти кажам ти за мене само има таму доста хоукс. Има, ама затоа па енергијата ќе го привлече тој што треба. Добро. Што правите во вашите групи? За информатерапија може да кажеме на секунда. Може. Значи само што го направив PET скенот. Значи паралелно со PET скенот јас имам информатерапевт што ме третира од декември навака. Значи ми прави терапија согласно мојата фреквенција во телото. Значи примам и допамин, и серотонин, и сите тие хормони на среќа и други работи. Значи истото што го покажа PET скенот, деформации на коски, на зглобови, истото го покажа компјутерот на информатерапија со обични слушалки и тој ги ја отчитува фреквенцијата во телото преку увото. Е, квантна медицина, Ама доктор истото, Сарчевски беше така. неколку пати, само ќе Сум фатам била две на електроди. Да, све отчитува и на све ќе ги телото. отчитува. На кој начин отчитува? Енергијата од телото. Струјата, Фреквенцијата од телото. Сте биле во Да, јас се Биоквант третирам. Медикал? Не, јас се третирам на истиот принцип кај мој друг доктор, така. ама бе фикај Пешич. Така. И тој е познат нели со квантна медицина лекува. Тоа е принципот. И ја многу верувам на тоа. Но, вие, за разлика од тие што ги сретнувам, не се насочивте само ова, Не. само ова. Бидејќи ги гледам, например, следбениците, не знам, масло од тоа, само од тоа. Така. Масло од ова, само тоа. Не знам, апчиња такви, само такви. Не, вие велите Се. амалгам, една комбинација, една Од се. синергија од Од се. све. Да. Бидејќи они обично сакаат да те убедат дека ако земаш ова, не земај од ова. Ама тука е трикот на карциномот. Карциномот е многу лична состојба. Значи секој треба да има личен, индивидуален пристап и протокол. Затоа многу луѓе ја губат битката. Карциномот е последен повик да преживееш, да се спасиш. Значи повик на ако сега веќе спиритуално го разгледуваме. Значи карциномот е болест на душата. Пошто фактички твоето тело се свртело против тебе. Значи никој не докажал зошто се случува. Генетика помалку од 5%, токсини во ред, ама има и луѓе што се изложени на истите токсини што не добиле карцином. Значи сепак причините одат многу подлабоко и многу полично.
Токму затоа и лекувањето треба да оди многу подлабоко и многу полично. Луѓето немаат контакт со сопственото тело. Значи јас на пример сум го земала маслото за да спијам подобро и за да ми ги ублажи ефектите од терапијата, болките. Сум пиела варова вода за да ми ја подобри пеха вредноста во организмот. Значи пијам 13 свежо цедени сокови за да јас на моето тело му дадам здрава и свежа храна. Значи јас не знам, одам на информотерапија за да ја подесам фреквенцијата во телото. Одам на реики лекување за да ги отворам, за да ги наполнам сите чакри во телото. Знаеме дека се тие енергетски точки. Како да одбереш? Гледај сега. Нема да одбереш се. Немам, ама не може. Знаеш зошто? Не функционира. Например, бидејќи јас сум практичен човек. Так. Прагматичен. Так. Но искрено сум го почувствувал действото на многу тие работи на лично. Не знам, го открив магнезиум хлоридот, го вратив во Македонија. Да. Не го открив јас. Так. Заборавено од нашите бабовци и дедовци. Точно. Не е лек. Минерал кој се помалце го имаме магнезиумот. Преку магнезиум хлорид многу добро делува. Го земам веќе 6-7 години. Перфектна работа. Не знам, масло од хунза го користам. Го користам уредовна исхрана. Маслото од канабис делува на мене, ми треба прилагодување, ама не чувствувам, немам никоја потреба за да се насочам. Сватив дека зелено јадење, Джейми Оливер. Ми вика, 3/4 од тањерот да ти е зелен. И сватив дека кога јадеш ти зелена храна, умот ти е поинаку ти работи. Ама затоа што види, телото... Неверојатно е тоа што хлорофилот како делува на мене. Драгица Зенделовска, претпоставам дека ја знаеш, женава ме подучуваше кога ја фатив протеинската диета, да не се закиселам, да не си направам беје, ми вика, земај зелена храна и долго џвакаја. Како бе? Како кравите. Така? Неверојатно, сега тоа е глупо додека се навикнеш и така натаму, па ќе се загледаш во некој филм и не ќе успе. Ама сугестија или не, ја веќе тоа ми е начин на живот и се ми е подобро. И сега, нели, дали ми е подобро стварно? Стварно ти. Крвната слика на крај идам кај мојот лекар, идам кај мојот, он ми вика, значи не ми се случило, правам стрес тест 2013 после инфарктот, после стентот и сега години ми вика, твојот, дали тоа бил Сали Стаџер, дали Димовски и така натаму ги гледа, ми вика, се е подобро. Вика, не ни се случило до сега, они ме бараа за уштедна некоја таму да ме скенира, но вика, нема никакви. Обично вика, за уштеден стент имаш проблем, вика, може да ти се случи у животот, заради тие стеснувања, но многу ретко, кај многу дисциплинирани, можеш да си ја подобриш ситуацијата. Ја, инстинктивно, искрено поверував дека тоа можам да го подобрам. Со аспирин, со зелена храна, со возење велосипед, со малце поише музика, филм, позитива, љубов и така натаму, и јас се подобро се чувствувам. Не знам утре што ме чека. Свашто може да ме чека. Ама на никој не ни е ветено утре? Ама сега сум многу спремен. Така, супер. Како можам да не бидам добра, кога јас дневно пијам 13 свежи сокови? Значи јас многу е тоа. Ама не е многу, Јанко. Ама шекер ќе качиш диабет. Па каков шекер ќе качам? Ма што ти тебе шекерот ми е 4,4. Заеднички од тие сокови, од премногу шекер диабет фати. Сега ќе ти кажам, значи јас... Или кој ќе прочиташ, едно јаболко, еден портокал, едно киви, едно манго, толку витамини. Ма не може му денот превишен. Како да одберам, што да земам? Еве сега, значи јас сум на... Види, диетата мора да биде според крвната слика. Значи не може секој, не можам јас на некој што има нулта крвна група да му речам биди на веганска диета, пошто тој има потреба од месо. Нели? Јас сум А негатив, значи мојата крвна група по природа е тревопасна. Значи сум на зеленчук, на ово, ја и така треба да бидам. Значи сериозно веруваш во крвната група? Сериозно верувам. Бидејќи ја немам рационално објаснување зашто имам потреба од месо, сериозно верувам. А ментално идеолошки не го сакам. Повеќе уживам во ово, но имам потреба од месо. Да.
Значи крвната група Многу игра е улога. битна. Значи во Герсон пред да одите во институтот на лекување ви прават ама на 10 страни испитувања по крвна група. И значи согласно тоа они ви ја дозираат диетата. Па тоа е и достапно на... Да, значи јас имам 10 не на интернет. од 13 сокови, значи сите сокови се зеленчукови. Сега да тека. Значи кога сме кај хлорофилот, јас имам 5 сокови зелени. Во тие зелени сокови, во еден сок оди една марула, една пиперка, едно зелено јаболко, еден лист блитва, парче зелка. Ти знаеш упре тој сок? Дали луѓе треба да заболат од карцином, За да им па биде ви памет? се, Да. да ви се јават вас, или треба и здрави? Вие сте фокусирани на луѓе кои им треба помош, кои се во посебна ситуација, така? Да. Меѓутоа спремам прирачник сега со доктор Нино Васе, подготвуваме прирачник за здрава исхрана, што ќе биде достапен на сите пациенти, онколошки пациенти. А јас паралелно со тоа работам на проект, буквално сите сфери на моето лекување, мојот протокол го објаснувам во книга и тоа ќе биде едно добри 500-600 страни литература. Значи, буквално све од квантна физика до метафизика, до нели, молитви, се што јас правев за да си го спасам животот. Запиши го тоа. Да. Може ли да заклучиме дека човек, Да. како крајен совет, ќе ви Така. го оставам последниот Да. збор, и тука да завршиме. Прво што треба да прави? Редовни прегледи. Да. Да иде на лекар и да се консултира Прво со да се професионалци. прво да се само спознае. Значи лекарот никогаш нема да ти го спаси животот. Ти си тој што треба да се спознаеш себе си. Ние им даваме преголема Ама мора да моќ. идеме на лекар, тоа ми Мораме, велиш. да, Знаеш, меѓутоа ја ќе се лекарот спознам, ама пломба сам не можам да си ставам. не може да си ставиш, ама ти знаеш дека зъбите се расипуваат од многу благо јадење. Знам. Епа. Значи, да, одењето на лекар, јас Е, како број лекар медицини. сакам, значи луѓето да имаат свест, да имаат култура на одење на лекар, да не биде тоа во последен момент, пошто на тој начин им отежнуваме и на лекарите. Ако на пример јас сум отишла на Имаш симптоми, а не си отишол, значи сега лекарот што ќе ти прави ти кога си дошол во 4-ти стадиум со карцином? Многу е мала веројатноста дека он ќе има голем удел. Па после ние плукаме по лекарите, Значи, нели? навремена диагностика. Тоа да, второ здрав живот, значи балансиран живот, многу физички активности, ментално исклучување, да му прават пауза на умот и да бидат во сегашен живењето во сегашен момент секогаш не заштитува од болести, затоа што минатото и иднината не постојат. Тие се Вау. фиктивни. Збориш за носталгија и daydreaming? Да. Значи сегашно. Сегашен момент присутен во моментот, јас затоа Ова сите психијатри, сите. неуропсихолози тоа ми Сите, викаат. секој во сегашен реалност, момент. Точно. краткорочни планови Точно. и реалност. Јас Никакви имам желби, филмови, јас тоа е. посакувам, јас знам дека за 10 години ќе отворам и центар интегративен за лекување. Тоа ми е се тука. Меѓутоа јас не сум болно опседната со тоа. Значи јас сега ако мислам на долговите, не знам, на работата што сум ја имала, или на факултетот што ќе ја запишам кирка ми после 15 години, па јас заборавам да живеам во сегашен момент. Јас го оставам моето тело на милост и немилост. Заврши ја емисијата, те молам. Прво да ги поздравам сите гледачи да ги поздравам. Смени камера. Благодарам, режија. Да ја поздравам кирка ми Андреа, да го поздравам внук ми Симон и внук ми Славен. Они ми беа најголема поддршка во целото мое патување. Ми даваа најмногу позитивна енергија. Поздрав до сите гледачи и сакајте се. Значи, љубовта лекува. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.